Добро вечер на сите во Куманово, добро вечер на сите што не следат во цела Македонија. Добро вечер, почитувани, и добре дојдовте на локалната, вистинска, кумановска ТВ+, за да ја чуете дебатата помеѓу кандидатите за градоначалник на општина Куманово. Имаме 5 кандидати кои во изминатиот период веќе има своја шанса да ја образложат програмата пред нашите гледачи, а преку непосреден контакт и пред нашите сограѓани, па сега ќе имаат шанса и да водат малку дебата тука на нашиот медиум за истите тие своји програми. Тие ќе одговараат на прашањата по оној редослед кој беше одреден при жребувањето во емисијата Студио Плюс. За жал, мора да кажам, петиот кандидатот на ВМРО, ДПМН и коалицијата Обнова на Македонија, Тони Михајловски, го откажа учеството во оваа дебата, иако ги овозможивме сите технички услови за да го вклучиме од неговиот дом. Неговото објаснување беше дека е на испитување и дека во моментов не може да се вклучи во дебатата. Жалам, поради тоа се надевав дека и тој ќе го искористи правото да учествува во дебатата, да ја образложи програмата и секако да им аплицира на останатите кандидати со различно размислување. Затоа сега ќе ги поздравам останатите четворица кандидати за градоначалник. Прв од мојата десна, ваша лева страна, господин Беким Салију, кандидат за градоначалник на општина Куманово за предстојните избори на коалицијата меѓу партиите Алијанса за албанците и Алтернатива. Добро вечер, добре дојдовте. Благодарам за можноста да се представиме пред кумановската јавност. Веднаш до мене, од истата страна, Максим Димитриевски, актуелен градоначалник и кандидат на групата избирачи за наше Куманово. Добре дојдовте. Добро ве најдов, поздрав до гледачите на ТВ Плюс телевизија и благодарност што не следите во рамки на кампањата граѓаните да имаат целосна информација како и што нудиме како кандидати. Ви благодарам на вас. Од мојата друга страна, Оливер Илиевски, кандидат на коалицијата Најдоброто за мојата општина, предводена од СДСМ. Добре дојдовте и вие. Благодарам на поканата, добро ве најдовме. Сакам да ги поздравам гледачите на Телевизија Плюс и се надевам дека ќе ги одговориме сите прашања што ги интересираат граѓаните. Благодарам и на крај, неповредно, само по број, кандидатот на коалицијата Одлучно за промени на партиите ЛДП и ДОМ, Теодора Димитровска. Добре дојде. Добро вечер, благодарам за поканата, за можноста да разговараме со вас. Ова е најдрага дебата според мене и ги поздравувам сите кумановци и кумановки кои што ќе ја следат оваа дебата и ќе не слушнат што имаме да понудиме за нив. Ви благодарам уште еднаш на сите четворица за присуството. Куманово е инаку најголемата општина во Македонија и во фокусот поради многу нешта, но најмногу заради тоа што тука се очекуваат и највозбудливите избори, најнеизвестните најверојатно, а секако и поради богатата понуда на кандидатите, па се надевам дека тие ќе бидат вечерва коректни кон своите политички противници, иако ќе имаме можност и да аплицираат, но пред се ги повикувам да се придржуваат до нашите правила кои се следни. Имаме 5 теми, на првите 3 секој од кандидатите ќе има поединечно прашање, последните теми се со општо прашање. На крајот од темата сите ќе имаат право по една реплика од 1 минута, излагањето им е по 3 минути. Репликата е 1 минута и потоа доколку бидат споменати ќе можат да користат право на контрареплика во траење од 30 секунди. Јас го задржувам правото доколку оценам дека нешто останало недоискажано, да им дадам уште една шанса на сите кандидати подеднакво нормално, уште по 30 на секунди, за да можат да се доискажат или да аплицираат или да вратат со некој одговор. Започнуваме со првата тема. Прв требаше по тој редослед да одговара Тони Михајловски, затоа преминуваме на господинот Беким Салију. Инвестираше ли општината рамномерно во сите делови од градот кога станува збор за патната инфраструктура, водоводната, канализационата, гасоводната мрежа? Проблемот со гимназијата сами фрашери постојано го потенцират и тоа чинам кај кумановци не идува на добар прием. Но и делот нив реагира дека не се залагат исто и за развој на деловите од градот каде не живеат албанци. Надминат ли е тој национален аспект конечно и дали конечно партиите ќе почнат да ги сплотуваат граѓаните преку идеи, а не според припадноста? Благодарам за прашањето. Најпрвим сакам да кажам дека напротив, јас се чувствувам и така и живеам со една формула во мене дека граѓаните не треба да се делат по никоја основа. Мојата животна определба е од граѓанскиот сектор секогаш да помагам таму кај што е потребно.
никогаш во ниту еден настап не сум сакал да делам луѓе по основа. Гледам дека медиумите, неколкуте задни прашања што ги добив, целат кон такви работи, значи не е точно тоа. Јас во мојата програма со моите експерти предвидовме Куманово да се гради целосно, значи по тоа се подразбира без делење. Куманово треба да е заеднички град за живење, Куманово треба да е град на сите кумановци, Куманово треба да добие можност за да се гордееме сите со Куманово. Тука никако не би сакал да се потенцира овој аспект, бидејќи само додека се среди Куманово во целина, сите ние ќе се чувствуваме вистински кумановци. Сега вистината е горчлива тема, бидејќи има делови каде што има неколку пати инвестирано повеќе од некој си дел тука од градот. Јас не сум ги направил тие поделби, дури напротив, мислам дека треба сите ние тука, кој да стане иден градоначалник, да ги избалансира работиве, Куманово да стане еднакво место во секој агол, во секоја населба и сите заедно да си ги чувствуваме добрите дела на локалната самоуправа. Мојата програмска определба е исто така Куманово од аспектот што се спомнува со средните училишта. Сега факт е дека таму учат деца со албанска настава. Тоа, за жал, не е наша желба што се десило такво нешто. Можело да бидат деца и од друга етничка припадност, меѓутоа, еве тука завршувам со етничко делење. Тоа е општ проблем за кумановци и треба се реши во смисол децата да имат можности да учат и да имат перспектива, без да се оделат термите тука етнитет или желба за живот. Значи, треба да се возможи вистинска можност и вистински услови за да се учи како што си доликува на еден ученик во 2021 година. Рекол за сами фрашери, Да. како ми делувате сплотено сите и тука нема проблеми, кај граѓаните тоа наидува на разбирање, а колку повеќе ве прашуваат нова тема, имате шанса толку и да го негирате тоа. Така да мислам дека е позитивно и драго ми е што ете, барем според ваше мислење, конечно се надминуваат тие работи кои што требаше можеби одамна. Господине Димитриевски, заслуживте ли вие да го водите Куманово и во следните 4 години? Дали вие лично сте задоволни од она што е реализирано, бидејќи конкуренцијата обвинува дека немало капитални проекти. Од друга страна, вие постојано потенцирате дека во минатото не се работело домаќински, по општината морало да враќа некои долгови. Дали можеше подобро и колку влијаеа тие обструкции за кои што кажувате? Па дали јас заслужувам да го водам градот во следните 4 години, првенствено ќе го кажат граѓаните на 17 во недела. Сметам дека реализиравме голем број проекти. Од една најзадолжена, помеѓу трите најзадолжени општини беше Куманово, целосно финансиски блокирано, 8 години траеше и повеќе таа блокада, успеавме да ја деблокираме општината и да ги вратиме сите нејзини долгови. И ако наследиме состојба со конто на сметка од некаде 1.800.000 денари, денеска општина Куманово и долгови од 11,5 милиони евра, денеска општина Куманово нема долгови, ги плаќа своите сметки тековно во рок од 7 до 15 дена и имаме над 4 милиони евра граѓански пари со кои што сакаме да продолжиме да инвестираме во градот и јас да го менаџирам градот, бидејќи информаторот кој што го издадовме претходно и содржи повеќе од 400 проекти, имаме и капитални, имаме и помали, и микропроекти, и малски проекти, кои што се обидовме да ги реализираме тие проекти во сите делови на градот. Комуналните проблеми се огромни на градот, децениски, дури и вековни, и тоа не може да се смени преку ноќ. Преземам обврска, доколку ја добијам во рамки на мојата изборна програма, довербата повторно од мои кумановчани, да го менаџирам градот и во следните години да реализирам повеќе од 800 проекти, кои што ќе го почувствуваат бенефитот токму граѓаните, бидејќи сите ние првенствено сме граѓани, кумановци
Нема поделби во Куманово, ниту сум менаџирал, ниту пак ќе дозволам да се менаџира во насока на поделби, туку спротивно на тоа се обидуваме да направиме една сеопшта симбиоза за сите граѓани во Куманово, да се чувствуваат првично кумановци, а потоа што се по етничка, верска, политичка или друга припадност. Мора да се намали политичкото влијание на одредени поединци во градот, бидејќи Куманово не може да биде заложник на поединци или на група на луѓе. Куманово им припаѓа на сите кумановци без разлика на нивната политичка или друга определба. Во следниот период ќе се обидеме да работиме многу повеќе на зеленилото во Куманово, на почиста средина, да го покачиме нивото на хигиената во градот, дополнително да изградиме неколку капитални објекти и тоа 5 кружни токови, од кои 2 веќе се во постапка, обезбедени средства, чекаме на формалности поради политички блокади. Едноставно се кочат тие проекти, ќе имаме нов кружен ток. Значи и кај градскиот пазар, и на раскрсница кај Серава, и на раскрсница кај ресторанот Два Елена, и дополнително на раскрсницата помеѓу булеварот Октомвриска и Трета македонска ударна бригада, и раскрсницата на Доне Божинов со Октомвриска револуција, ќе се отвори Октомвриска револуција до раскрсницата со Братство и единство, комплетно ќе се реконструира стариот градски парк во делот на градот, кај што заслужува тоа место да биде повторно едно од најубавите места, и новиот зелен парк кој што го планираме на локацијата кај локалитет Проевце, каде што се отвараат големи можности за развој на туризмот и уште многу други инфраструктурни проекти. Прашањата не можев да го пласирам бидејќи Тони Михайловски одсутен. Вашите противници или опозицијата во нашиот град постојано потенцира дека 30 години Куманово е обседнато, да кажам, на тој начин да се изразам, или бастион на СДСМ, значи од страна на вашата партија. 30 години точно е дека владее СДСМ во Куманово. За разлика од политичките противници, вие се гордеете со фактот дека владеете со градот 3 децении и кој што реков, еве така се зборува, бастион е на СДСМ. Предпоставувам дека вие стоите зад проектите кои се сработени во посочениот период, бидејќи опозицијата обвинува дека ама баш ништо не било добро во овие 30 години и да се потрошеле барем половина од ветените пари, ќе сме биле главен град. Што е со она што е реализирано во последните 4 години? Дали тие проекти сега се на актуелниот градоначалник или на СДМ? И кажете ми како одеднаш Димитриевскиот добар стана лош градоначалник? Па сега имаме неколку прашања. Прво, околу опозицијата мораме да истакнеме дека нивните обвинувања не се реални, затоа што СДСМ точно дека има подолг временски период градоначалник на Куманово, но сепак тоа се зависи од самиот личноста која била градоначалник. Немаат право ДПМН да не обвинува за лошо владење, затоа што знаеме дека во нивно време 11 години кога беа централна власт, воопшто ништо не реализираа во Куманово, освен тие 2 тениски игралишта, за разлика од практикување на власта сега, откако СДСМ е на централно ниво, во општина Куманово инвестираше многу, а тоа се 120 милиони евра пари за реконструкција на сите регионални патишта околу Куманово. Тука спаѓаат Куманово Крива Паланка, Куманово Сопот, Куманово Никушта, Куманово Опаје, Куманово Свети Николе, се со цел Куманово да го поврземе регионално. Во самиот град инвестираше многу централната власт во овие претходните 4 години, а тоа се изградба на 3 спортски училишни сали. Само во образованието има инвестирано скоро 3,4 милиони евра. Се надевам дека ние се обврзуваме дека во идниот период од тие 120 милиони евра кои се инвестираа во последните 4 години околу Куманово, сега планираме многу голем дел од тие средства во идниот период да внесеме внатре во Куманово, затоа СДСМ во моментот ја има најдобрата понуда и најобемната понуда за Куманово, затоа што за целокупната програма имаме финансиски средства кои ќе се финансираат од локалниот буџет, од општина Куманово, а кои средства ќе се инвестираат од централниот буџет
затоа што време е да покажеме дека Куманово треба да изгледа во да добие еден друг лик, односно ние како тим имаме визија, имаме план, имаме стратегија како сето тоа да го направиме во идниот период. Инаку за како што ме прашавте за Димитриевски, можете, еве ве повикувам, 2017 година имавме едно промотивно видео кое одеше на сите телевизии и на вашата. Можете да го прикажете дека од тие проекти кои тогаш се ветени како капитални инвестиции воопшто нема во Куманово и затоа Димитриевски не е кандидат на СДСМ на овие избори, иако морам да потенцирам дека сега излегува дека некоја независна кандидатура, а тој поднесе кандидатура во самата партија и откако виде дека нема да биде изберен, тогаш излезе и тоа е факт, тоа е вистината. Реплика после. По завршувањето на излагањата, веднаш ќе дадеме можност за реплика. Господице Димитровска, на вашите настапи често говорите за проблемите на младите и за идеите и начините како тие можат да се анимираат за да бидат задоволни и да останат да живеат тука, некако тоа е во фокусот на вниманието, да ги задржиме. Освен тоа, најавивте подршка за малите и средни предпријатија, но и подршка на старите занаети, меѓу кои чевларството го споменавте. Нели мислите дека прво им треба луѓето да ги едуцираме, тие да ни бидат смарт, па потоа општините да бидат и парковите смарт? Како мислите да ги заштитите новите проекти кои ги ветувате, а секако и оние постоечки, бидејќи имаме континуиран проблем со оштетување на постоечката поставената опрема? Ви благодарам за прашањето. Да, се согласувам со вас дека има луѓе кои што не се одговорни во општината и кои што ги рушат направените и објекти и клупи, како што спомна градоначалникот. Може би единствено да се влие на луѓето како ќе размислуваат и што ќе прават, не може директно. Но со позитивни кампањи кои што општината ќе ги организира и ќе ги прави, ќе се подигне можеби свеста за значењето дека сепак тоа што е вложено од граѓански пари и дека сепак ние ги трошиме бадијала нашите пари. Нашата програма предвидува, иако многумина мисла дека сепак само за млади предвидуваме, младите се ставени во една посебна категорија, затоа што мислам лично дека младите се исклучени од секаков сегмент и дека на младите недоволно се инвестира, но имаме предвидено развој на селски стопанства, развој на чевларството, како вие што спомнавте. За млади она што го нудиме се решенија кои што тие директно, она што тие го побара од нас, затоа што јас отворив линкови на Facebook и младите ми пишуваат, но и сите граѓани ми се јавија што на вистина им недостасува во Куманово. Мислам дека таков директен контакт е неопходно потребен за да се слушне гласот на граѓаните и за директно да се стави во програмата, затоа што програмата сепак треба да биде изреализирана и сите наши заеднички програми треба од идниот градоначалник да бидат прифатени и разгледани. Ако на вистина нешто е добро, тогаш тоа е добро да се спроведе. Предвидуваме буџет за млади во рамките на самиот општински буџет, предвидуваме отворање на скейт парк, кој што исто така проект е изработен од млад човек и за кој што постои планска документација. Таквиот проект е предвиден да биде само изграден, но потоа да се остави на слободните уметници да го дизајнираат таквиот. Предвидуваме отворање на кино, предвидуваме исто така, значи сите зборуваме сега за зелено, но никој од нас некако не го чувствува тоа зеленото во себе. Гледаме дека немаме каде да ги возиме велосипедите, затоа што улиците ни се преполни со автомобили. Ние предвидуваме минимални субвенции за тоа колку може граѓаните повеќе да ја створат кај себе навиката за возење на велосипед наспроти автомобил, но најпрво треба да ги ослободиме улиците од автомобилите за да можат и да се изградат едни велопатеки кои што се многу актуелни за да може да се развива таа здрава навика за живот. Исто така ги поддржуваме селските стопанства до 200.000 денари во туристички цели, се со цел привлекување на така наречени IT номади. Тоа е нов термин кај нас. IT номади се луѓе кои што работат на компјутер и кои што се селат од едно во друго место, а сепак работата не ги вржува за една конкретна канцеларија, него тие одат од едно во друго место, па ајде да ги разбиеме убавите селски подрачја кои што ги има околу Куманово, па така да општината со своите средства да им помогне на тие луѓе кои што живеат во руралните средини да ги обноват, да ги реновираат своите куќи, да привлекуваат повеќе туристи за да можат да доаѓаат и таму да работат. А при тоа тие IT номади можат да помагаат и конкретно веб страната
работата на општината да биде потранспарентна и повидлива. Иако тоа морам да признам дека сите јавни институции според мене нивните веб страни не се доволно транспарентни. Исто така први сме кои предвидовме во програмата Куманово повторно да се ребрендира како Чевларски град, како што споменав, чевларството е една од најзначајните дејности и мораме да го ја вратиме сликата на Куманово како вистински чевларски град и таа дејност постојано да се модернизира, а не да се уназадува секоја година се повеќе и повеќе. Автомобилите, со кој механизам? Често го говориме тоа. Кратко ако може. Па да, најпрвен во Куманово постои само едно пајак возило кое што ги диза автомобилите. Мислам дека треба да се скратиме од непотизмот и да не се јавам на телефон и да кажам не ми го дигајте автото, него треба да се постават луѓе кои што навистина се професионални и можеби јас би ги покачила и цената на паркинг местата како што на пример има во некои општини во Скопје, се со цел луѓето помалку да излегуваат со автомобили, а повеќе да излегуваат со точкови. Сепак ние се стремиме кон Европска значи, инаку унија. имаше обиди, знам на почетокот на мандатот да се регулира тоа, зашто е доста важно. Знам дека имаше обиди, па и понатаму се прекршува од некоја страна. Сега можеме да почнеме со реплики, значи секој има право на една реплика и контрареплика 30 секунди. Господине Димитриевски, вие побаравте реплика. Куманово е мал град, мислам дека треба да говориме отворено. Јас не сум кандидат на мојата матична партија, инаку сум убеден социјалдемократ. Таа или ја имаш и се раѓаш со неја или воопшто никогаш не си ја имал. Јавноста знае дека имам спротивставени ставови и мислења со дел од партиското раководство и на локално и на централно ниво во континуитет, бидејќи тие луѓе всушност се трансформира дел од мојата партија во нешто против што во минатото се боревме, и ако дојдеме во состојба да ставиме знак на еднаквост помеѓу два политички субјекта, нема разлика во јавноста и се практикуваат исти техники. Мислам дека премногу сме неискрени кон граѓаните, инаку споменатите проекти, тоа се 3 капитални проекти на почетокот на мандатот. Едниот е цевковод за водоснабдување, вториот е развој на гасификацијата и третиот е решавање на градската депонија. Ние 2 проекти веќе активно работиме. Куманово е еден од ретките градови што има гасификација. Имаме нов проект за 60 километарска подземна мрежа, ги гасифицираме дел од јавните објекти. Градската депонија е влезена во рамки на глобалниот процес за отварање на нова фабрика, таму веќе се вршат подготовки за изградба на нов центар, претоварен центар за отпад, ќе се затвора и ќе се носи отпадот во соседно Свети Николе, а првиот проект се уште за жал стои во владата и никој со прст не мрдна и можеби тој е еден од причините зошто сме тука денеска. Така Максим настапува како кандидат на граѓанска иницијатива за наше Куманово и многу други причини. Да завршиме само контрареплика веројатно, бидејќи 30 секунди. Да, ќе имате сите право на реплика. На кого сакате да аплицирате, но да не собираме го собираме времето да не. Ако некоја партија 30 секунди. Ако некоја партија ја нарекувате режимска партија, зошто тогаш поднесувате кандидатура да ве во самата партија, во внатрепартиската трка да ве кандидира како кандидат за градоначелник? Тоа не ми е јасно. Значи не можете вие некоја партија да ја критикувате, а во исто време да поднесете кандидатура во самата партија. Инаку не е само тие 3 проекти, значи нов генерален урбанистички план исто беше нема, доуредено речно корито, значи со паркови, шеталишта, простории и така натаму нема, реконструкција на градски плоштад нема, 3 катни гаражи нема, 2 детски градинки нема, значи Цевково, Куманово, Липково нема, значи сите тие капитални проекти кои се ставени воопшто не се реализирани. Говорите за минатиот мандат? Да, за во овие 4 години. Во ред, ова беше контрареплика, дали имаме Да, јас имам контрареплика. Реплика првим, па потоа ако бидете споменати. Значи реплика веќе искористивте еднаш. Добро, ама господинот искористи реплика кон мене. Малку Не, контрареплика. контрареплика. Јас ве спомена во прашањето, ќе ви дадам пак можност уште еднаш. Повелете, господин Салиев. Тврдам дека ни отиде кампањата во препокувања. Ние реално како кумановци имаме проблеми кои треба да ги решаваме со нашите програми. Ајде, оставете ги зад себе тие меѓусебни недоразбирања, нудете решенија за проблемите и ве молам, значи кумановци сакаат да слушат што ќе направиме во наредниот период. И тука ќе се надоврзам како на дополнување со Теодора, имаме едно недоразбирање, значи за да казнуваш кумановец треба прво да му обезбедиш паркинг простор и откако ќе нема
фактички послушност, дури тогаш да се казнуваат луѓето, пошто пајакот чини Куманово е социјален град, мислам дека најпрви луѓето треба да осетат дека имаат услови за нешто, за дури отпосле да можат да се освестат дека не прават нешто според закон и ќе ја прифатат и казната, мислам, поблаго и некако ќе е пореално да се казнуваат кога... Контрреплика. Да, поред. Контрреплика и Теодора и господинот Максим Димитриевски, но и вие ќе имате шанса, бидејќи сите беа споменати. Јас целата кампања зборувам. Господин Димитриевски, извинете, само Продолжете. за Димитровска дадома, вие па господинот Илиевски. Се извинувам. Продолжете. Може? Нека продолжи. Јас целата кампања зборувам за конкретни проекти за Куманово, овде се дел од веќе реализирани проекти. Не мафтам, значи, само со празни зборови, туку со конкретни дела и резултати за кои што граѓаните ќе ценат. Инаку, ако во дебата бидете нападнати, мора да дадете аргументи, во спротивно по правилото една лага повторена повеќе пати во очите и ушите на оној кој што слуша станува вистина и затоа мора да ги демантирам сите овие наводи и само да прашам како тоа јас до пред извесен период, согласно сите агенции релевантни испитувања, најголем број од членовите бев најдобриот градоначалник и одеднаш преку ноќ станав најлошиот градоначалник, но тоа мене не ме обесхрабрува, туку дополнително ме мотивира да продолжам да работам за мојот град и моите Во граѓани. рамки на времето, повелете Само би Димитровски. сакала да сепак програмите нели се желби кои што ние би сакале да ги оствариме, мораме да бидеме и реални. Оно што не е нели за катните гаражи остварено, во ред, но јас цело време слушам дека некој збори дека нешто стоело во фиока во владата. Се залагаме за децентрализација на општините, мораме да работиме на тоа и мораме најпрвен да го слушнеме гласот на нашите кумановци и кумановки, а после да зборуваме дека некој ни ги затворил вратата. Ова е Куманово и моментално нели имаме еден градоначалник, можеби ќе остане истиот, можеби ќе дојде друг. Ние не смееме да дозволиме ако некој одгоре, да кажеме условно не бойкотира, да оставиме некои проблеми да не биде решен. Тогаш ајде како град што можеме заеднички да направиме за сепак да ги задоволиме потребите на граѓаните. Тоа не е изговор доколку кажете дека некој ни ги чува предметите во фиока горе. Повелете Илиевски контрреплика на господинот Салију, а Не, потоа имам- ви останува и реплика. Водам грижа за сите. Повелете. За господинот Салију... Не сакате контрреплика? Не, само реплика. Реплика, повелете, имате право на реплика. Значи- 60 секунди време. Вака, точно е тоа, господине Димитриевски, дека една изговорена лага станува вистина, ама на лагите си се кратки нозете. Општина Куманово со фактури во 2017 имате записник за примопредавање должила некаде околу 700.000 евра. Додека општина Куманово со си извршни решенија, каде што стои и каматата до денот на издавање на извршно решение. Вие, мислам дека сте правник, така да треба да го знаете тоа, должела 4,2 милиони евра. Значи, никакви други камати не можете да додавате на тоа. Тоа е едната работа, затоа што тоа го имате пишено и во тој информатор. Тоа е едната работа. Втората работа, затоа што толку долг имате пријавено во влада во 2018 година, се со цел владата да ви врати половина од долгот. Тој половина од долг ви е уплатен од страна на владата 2 милиони евра, што значи дека општина Куманово има раздолжено 2 милиони евра. Да не видам, пак ќе кажам, во извршното решение стои и камата. Значи, тоа го имате потврдено вие во вашиот информатор и го имате со официјален допис до влада. Сега зборувате цело време некаде околу 11 милиони евра, што И пол. нема, што не е точно, бидејќи јавните предпријатија, Ајде да завршиме. јавните предпријатија, еве да кажем уште ова, јавното предпријатие Водовод, кога вие дојдовте како градоначалник, беше долг 7,3 милиони евра, сега е 8,3 милиони. За 1 милион евра е плюс додадена. Имаме уште можда задолжување. Имате, можеби ќе имате и контрреплика. Да, имам. Така е, господин Илиевски, еве пред целата кумановска јавност да кажам дека налагате и се кратки нозите, се согласувам. Еве документ овде, кој што е потпишан од ваша страна и е доставен до регулаторна комисија во делот на промена на цената на водата. Еве го потписот на господинот Илиевски, кој што вели дека двојно е намалил како директор цената и дал предлог. Тука е вашиот потпис, еве колку сте понудиле цена. Значи сте понудиле цена
за текол на 21 5,53, за текол на 22 5,87, за текол на 23 6,25. Тоа значи да ја покачите цената на граѓаните на општина Куманово за најмалку 30% од постоечката цена. Регулаторна комисија го усвоила нашето барање на 3,7. Вие инсинуирате лично и манипулирате, а бројките елементарно не ги познавате, иако сте правник. Прво треба економист и се представувате за менаџер, поранешен банкар, треба да знаете дека општина Куманово само основните и средни училишта, кога дојдов должија некаде околу 2 милиони евра и треба да го гледате комплетниот буџет, а не буџетот разложен по ставки. Треба да правите разлика меѓу ставка 120 и 220, тоа што е елементарна основа од делот на сметководствено работење. Но ќе научите. Нема ја што да учам, тоа се факти. Ве молам, господин Илиевски, господица Димитровска има право на реплика, немате реплика досега, па ако сакате на темава ќе ви дадам уште по минутка на двајцава, бидејќи гледам дека сте заинтересирани. Ајде, интересна ни бидна дебатата, мораме да размислуваме на тоа дека сепак граѓаните не сакаат цело време да слушаат и затоа и постојано па и младите ни бегаат, ја тоа што го викам, младите ни бегаат затоа кога ќе слушнат дека се препукуваат цело време едните исти, веќе тоа станува неинтересно. Еве и јас за себе гледам како јас сум третирана во овој цел циклус, па не ми е далеко иднината дека можеби и ќе заминам од градот. Мора да се размислува на конкретни решенија, мора да се размислува на решенија кои што ќе ги задржат граѓаните во градот, а нема постојано да бегаме надвор од нашиот град. Да, прекрасни се програмите на сите, но ете гледаме колку е неостварливо, па и за кружните токови, еден кружен ток имате изградено, дали е можно во овој мандат да изградите многу повеќе што ги ветувате него што во претходниот мандат ги изградивте со буџетските средства на општината. Да, веќе говорев за кружните токови. Ние во оваа година во буџетот имаме планирано, обезбедено средства, издадено градежни дозволи. Чекаме го, молиме началникот на полиција Куманово да се смилува сообраќајна согласност да даде. Не сака да ја даде на двата кружни тока, зошто? За да смета дека Максим Димитриевски ќе биде успешен градоначалник ако он потпише. Не, тие проекти ќе се реализираат и дополнително уште 3 нови претходно ги наведов локациите. Јас жалам ако се чувствувате така. Јас ги охрабрувам младите луѓе да се вклучат во општественото делување во градот и во државата, бидејќи и како се битни, но да се разбијат сите оние стереотипи од минатото по принципот на лојален пристап, за да можеш да добиеш одредена позиција. Ако си авангарден, тогаш ќе бидеш стопиран во своите ставови. Не, јаво спротивно, јас потенцирам и давам можност на млади луѓе кои што се опоненти да делуваат во општеството, бидејќи сметам само на тој начин се доаѓа до Повелете, господин Илиевски, контрареплика и вие, бидејќи беше спомената ваша расправа, може да се смета како контрареплика на господицата Димитровска, просто. Вака, значи, јавните финанси се една наука која треба да ја знаете. Тоа е, има еден професор Живко Атанасовски со толкова една книга, која на економски факултет се изучува, и вие да кажете во дебатна емисија дека на сметка на општина Куманово имате 4 милиони евра, во западните развиени економии граѓаните веднаш ќе ви избркаат од општината. Знаете зошто? Тие ви ги дале, тоа се нивни пари, а вие за возврат да направите инфраструктура. Тоа е исто како автомобил, ќе го платам јас сега, а знаете идната година ја ќе ги чувам парите во джеп, ама идната година можеби ќе ви го испорачам. Значи јавните финанси се учат. Значи тоа не смее да се случува. И повторно ќе кажам, значи камати не може да бидат и долгот на училиштата е по блок дотации, кои се исплатени во меѓувреме, и тоа е чиста манипулација. Чиста манипулација. Господин Оцелију, побара контрареплика, 30 секунди за господин Оцелију. Вака сега, проблемите треба да се решаваат, не да се пребацат од една врата на друга. Гледам во програмата стои и цврсто е убеден дека ќе се градат тие кружни токови, за да надополни дека се очекува некаков си потпис од довластени во Министерството за внатрешни работи. Нас како граѓани на Куманово не интересира решение да ги има, вистински да ги гледаме и да ги користиме. Ние со нашата програма нема да очекуваме
такви бариери, очекуваме решенија и ќе ги направиме во многу брз рок за време на нашата програма и мандатот. Во ред, може би некои од вас се противници на реплики и контрареплики, нас па не гледаат и сме интересни поради тоа, па мораме да дозволиме некогаш. Кратко сведете, ве молам, во 30 секунди за ова што го рече господинот Салију и преминуваме на другата тема и 30 секунди. Има Да, сите решение. ќе ви дадам. Има Да, сите ќе решение. добиете. Ама Значи- гледате, ве молам да се држиме во рамки на 30 секунди, ќе ви давам колку треба само да бидеме еднакви. Има решение, ќе го решиме и тој проблем, се согласувам со вас и ние делуваме. А решение во поединец ќе го промениме началникот на СВР Куманово, ќе дојде друг и ќе потпише, бидејќи и така. Полицијата најголем дел не функционира, граѓаните ми бараат да градам лежечки полицајци, и јас велам кај се теренските полицајци или оние кои што беа најавувани полицајецот на моето мало, ги гледаме како се однесуваат, бидејќи сообраќајот го решава сообраќајната полиција. Не се решаваат проблеми само со пајак возило и казнување, туку со регулација на сообраќај. Ако имате град со изградена инфраструктура за 7000 возила, имате 28.000 регистрирани, тогаш имате стварно сериозен метеж и тој мора да се менаџира. Во ред, Добро, господица Димитровска, па зашто на крај господин Илиев. тогаш до сега 30 не беше секунди. направено, овој конфликт не постоеше 4 години, него еве поактуелен, зашто до сега не се направија такви работи, кога никој никого не бојкотираше, јас како што знам. И дали навистина верувате во младите, кога претходна дебата ми кажавте, не може некој да се кандидира ако уште не си ги платил сметките од дома. Јас си ги плаќам одамна моите сметки од дома, така да мислам дека не треба да се манипулира со младите во тек на изборните кампањи и да се ветува дека ќе се направи нешто, кога самите јавното мислење, па и тука можеме да слушнеме дека не се верува во тие млади, дека навистина може да придонесат за промени. Затоа ние не ветуваме такви неостварливи мерки, него ветуваме мерки кои што се скромни, но сепак може да се остварат без никој да блокира. Контрареплика. Нема толку со контрареплики, имавме многу. Ма ова е реплика и сега да Многу кратко, воздрав. само за Значи за- не, за јас верувам во тоа што младите, спомена. затоа и на листата за наше Куманово во првите 10 имате 5 млади луѓе, да не ги повторувам имињата. Инаку што се однесува до сметката, да, секој човек мора барем една сметка за струја да плати дома, за да реши да биде општествено активен или да оди во одредена кандидатура. Постои за секоја функција треба да се има претходно искуство, но ги охрабрувам младите луѓе да влезат во процесот и да се Во докажат. ред, завршуваме, Мило ми е што свативме вие ги поентата. плаќате своите сметки дома. Ги охрабруваме младите, повелете 30 секунди за вас и завршуваме со оваа тема. Господин Беким, а во право сте. Значи, ако барате изговори за нешто што не сте го направиле, тогаш ќе најдете и за Сами Фрашери, министерот за образование, и за две градинки, министерка за труд и социјала, и за кружни токови, началник СВР, Куманово, МВР, да не зборувам за премиерот, технички премиер. Значи, сите инфраструктурни проекти кои ги има, значи 10 наброено во 2017, ако и не се решени, за секој има друг е кривец затоа што не се решени. Јас мислам дека не може сите околу вас да бидат кривци, а вие да бидете прав. Мислам дека само ве поддржувам во овој поглед и сте во право. Во ред, завршуваме со оваа тема, а секако во следните реплики ќе имате можност да размените уште различни размислувања. Тешко ни оди некако самокритиката и повеќе загледуваме во туѓиот отколку во својот двор. Лидерите на партиите декларативно се залагаат за различни размислувања, многу ретко прифаќаат од друга страна издржани критики и се коригираат во работата. Секогаш постои изговор, а партискиот камшик е надвиснат на секој кој ќе помисли поинаку. Еве, на пример, никој не превзема ништо во поглед на мерките поради пандемијата со COVID-19. Мерките важат за сеама, за средбите, за митинзите, не гледам дека важат за оние работи кои беа како музички настани, концерти, мерките се практикува и тоа како. Господине Салију, вие го немате тој проблем со партиите, бидејќи доаѓате од граѓанскиот сектор, претпоставувам немате. Што препорачуваат невладините организации, како да се надбине таа, би рекол, рана на нашето општество кое секогаш ја става партијата пред личноста? Дали индивидуалноста треба да биде така кротка и дали вие лично сте го кренале гласот по ова прашање? Дали би биле кандидат на партија чиј што член јавно вели вака: јас го слушам само председателот на мојата партија, но не и својот надреден? Мојата кандидатура како човек што доаѓа од цивилниот сектор
беше пример дека во Куманово сите треба да се учат од идејата на коалицијата Алијанса за албанците и алтернатива, бидејќи со тој чин покажа дека на коалицијата им е многу побитно да изберат човек кој ќе ги решава проблемите со програма, со идеја и експерти, и тука мислам дека никогаш не би прифатил друга понуда. Понудата беше многу искрена и програмата исто така, значи, направена во својство граѓаните сами да си ги решаваат проблемите затоа што им се нуди власт. И јас сум човек кој ја прифати понудата, меѓутоа мислам дека коалицијата и двете партии кои се во коалицијата се најубавиот пример во Македонија, во Северна Македонија, можеби и пошироко, дека партиските определби не се за секогаш и секогаш вистинските избори. Мислам дека има доста луѓе кои се надвор од политиката, а кои можат да донесат и да придонесат за доброто на општеството, тука мислејќи секогаш дека е тоа еден вид на потик од сега и понатаму секогаш да се имат во предвид луѓе кои доаѓаат од мојот сектор, меѓутоа и партиите да се научат дека треба да реагираат и да изберат таков вид на општествено одговорни луѓе. Брат, само да разрешиме дилемата. Кој е поважен, председателот на партијата или надредениот? Па со целото мое образложување сакав да кажам дека имам сосема јасен став дека човекот. Човекот. Да. Во ред, репликите подоста, сега излагањата, по 3 минути имате за излагање, па потоа одиме. Добро се држите со времето, за време на излагањата, ама во репликите бегаме, ве молам да бидеме попрецизни. Господине Димитриевски, и вие сте сега независен кандидат и го немате тој проблем слично на господинот Салиев, претпоставувам. Иако се уште сте член на СДСМ, тоа го потенцирате и немате намера да се откажете од партијата, и тоа го рековте, бидејќи сте убеден социјалдемократ. Имавте за време на вашиот мандат различни ставови, подредени прашања со раководството на вашата партија, тоа го евидентиравме, но зошто толку калкулирање? Имаше ли скриени опомени, нешто, дали доаѓа пораки до вас? Зошто не истакнавте малку порана независната кандидатура и да се дистанцирате од својата партија? Или од лошите потези на својата партија, така со истакнување дека одите сами? Ако се сеќавате кога се отвараше првиот младински центар во Куманово, таму на табла јас напишав за наше Куманово слоган. Тоа беше многу одамна. И тоа беше објавено. Инаку, што се однесува до недоразбирањата, ги имало и ќе ги има, веројатно. Различниот начин и пристап на размислување е придобивка демократска. Но кога постаи реваншизам, тоа е сериозен проблем. Инаку ова што го начна господинот Салиев, па јас сум се соочувал со ситуации, ќе ви дојде директор на јавно предпријатие кој што сакате да го смените и ќе добиете писмо од партијата дека не можете да го смените, мора да остане тој, без разлика дали товарел долгови на јавното предпријатие или друг директор кој што доаѓа од друга политичка партија и ќе ви каже јас одговарам кај мојот политички лидер, а не кај вас согласно законот. Како градоначалник, па ќе се обидете му напишете решение и потоа ќе ви се растури мнозинството во Советот. Затоа денеска јас излегувам со нов концепт за наше Куманово, со независна листа за советници, која што опфаќа буквално се, и ја бараме поддршката од граѓаните да менаџираме со градот во име на граѓаните, а не во име на политичките субјекти. Партиската идеологија е една, да јас припаѓам таму со членство и по идеолошка основа сум таму. Партијата не е приватна фирма, видете сега, партиите се трансформира во бироа за вработување. Вие немате идеолошка матрица таму, дури и подмладоците се учат на тој начин. Вие ќе видите лојален кон тој што менаџира кадровски комисии и така натаму, а потоа за возврат на тоа ќе добиете определено работно место. Јас ги разбивав тие стереотипи. Избиравме директори на двете најголеми средни училишта по пат на анкетирање на вработени. Избиравме луѓе во новото јавно предпријатие Куманово паркинг на слободен конкурс кој да се пријавише, се вработија луѓе кои што не се членови на политички партии. Исто така луѓе во Фондацијата за култура и спорт. Но затоа добив многу голем број на забелешки токму од одредени авторитети кои што претходно со кои што се боре велеа департизација на системот, департизација на државата, сега гледате полициски началник
како отвора изборни штабови заедно со кандидати, што е апсолутно неприфатливо. Затоа мора да се борам да промениме нешто. Бидејќи владите луѓе не заменуваат поради друго, заменуваат поради фрустрациите кои што ги имаат, гледајќи кај сме ние и си велат, кај сме ние кои што не припаѓаме никаде, на левата или на десната страна. Тие кои што не припаѓаат никаде, верувам дека ќе се одважат на овие избори и ќе дадат подршка на еден ваков концепт. Партиските луѓе да се вратат во рамките на партиската идеологија, а да се вработува и да се дава шанса на луѓе кои што имаат квалитет и кои што можат да дадат. Не можете вие да земете човек од Драгстор и да го вработите во Министерство за внатрешни работи на позиција виш инспектор во одреден сектор, бидејќи за да дојдете до виш инспектор, ви треба дебело работење и долгогодишно искуство во МВР, или пак да земете еден дефектолог или логопед од училиште и да го однесете во Министерство за внатрешни работи да биде виш инспектор и да ја стопира општината. Тоа го видовме и јавно сите кога имплементира реални проекти согласно програмата. Господин Илиевски, треба ли и дали е можно да се избегне од тоа партиско клише? Може ли да се одбрани неодбранливото, како што се да кажеме, некои ставови во поглед на бугарското прашање и нивната блокада, бидејќи очигледно е дека народот тоа некако не го одобрува. Дали мора по секоја цена да се застане во одбрана на некои видни членови на партија и да се тврди за нив, иако постојат можеби некои индиции за направен криминал, дека се честни само затоа што ги познаваме или ни се партиски друга? Можеме ли да побегнеме од тоа клише и да направиме некои норми, нови норми кои ќе важат за сите? Вака, јас во ова кампања, значи не навлегувам во историјата, затоа што оваа кампања е за локални избори. И да ви кажам дека тој од наш граѓанин, еве да кажеме од Романовце, знаете колку он Сабајлево се буди, излегува надвор и му смрди пред куќа, бидејќи нема канализација. Тој во Ајдучка чешма нема улица. Тој еве ученикот во сами фрашери и учител и родителите треба да станат Сабајле и да го одведат своето дете затоа што не е безбедно таму да учи. Детето, знаете со каква волја иде на училиште, ако знае во какви услови треба да влезе. Ова се сепак локални избори. Инаку, можам да кажам дека ние во Социјалдемократскиот сојуз имавме транспарентна постапка за избор на кандидат на градоначалник, затоа што имаше мерит систем, каде што своите исполнувања во претходната кариера што сте ја имале, дали во приватниот сектор, дали во јавниот сектор, што сте тоа исполниле и според тоа ве мерат колку ви е исполнителноста. Врз основа на тоа јас добив најголема оценка, затоа што луѓето што многу зборуваат, многу малку работат. И секогаш бараат некој друг им е крив. А додека што помалку зборувате, ги слушате граѓаните, ги слушате луѓето, што им се нивните потреби, тогаш делувате и со тоа ја остварувате целта. Инаку имаше внатре партиска анкета, исто така, некаде околу 5200 членови се анкетирани, од кои, овде ќе го изнесам податокот, 5:1, значи напрема Димитриевски, јас имам гласови од внатре, од СДСМ. Затоа е така нервозен, значи и се смее така, ама тоа е фактот. И од тоа не можете да побегнете. И тие се наши граѓани. Самите членови. Сега, ако се членува на една партија, не се злосторници. Значи, тоа се наши граѓани, бидејќи ги познаваат. Еве ви анкетата на 5000 луѓе кои се анкетирани и имате победа. За не смееме да говориме сега во овој дел. Не, јас зборувам за внатре партиска анкета. Говорат за било каква анкета забрането е со закон во овој период од изборната кампања. Само да дефинираме. Да дефинираме сите. Ние внатре во партиското раководство имаме спротивставени ставови по многу прашања. Ама тоа не ви дава за право, например, вие како член на Централен одбор, да одите да кажувате некои ставови, ваши лични, затоа што вие сте представник во таа партија, изберен од самата општинска организација, да го представувате во централното партиско раководство.
Значи, вие ги истакнувате локалните проблеми дека треба да се решават, ама само да дефинираме, дали сте за тоа дека во општината треба луѓето да одговараат на своите предпоставени, а не на своите партиски другари повисоки по Значи, стаж, години? Како градоначелник, вие одговарате пред граѓаните. Во ред. Затоа Сега што кажам. буџетот е во вашите раце, вие ставате подпис, како можете залагате за тоа? како можете да одговарате пред друг? Добро. Можете Па само да имаше барате изјави. од тој другиот да ви достави уште средства само да реализирате капитални инвестиции. Може се во нашата чудесна ама да Македонија. вие ставате подпис, никој не може да ви каже ставете подпис на ова. Јас барем не говориме никогаш за подпис, но за одговорност. Има и морална одговорност. Господице Димитровска, вашата партија е во коалиција со СДСМ и заедно ја практикувате власта на национално ниво. И сега одеднаш вашето раководство донесе одлука дека ќе настапите самостојно, односно со друга партија во коалиција, одлучно за промени повикувате веднаш, што тоа да се промени? Нели е повеќе честно и морално да истапите од коалицијата, па тогаш да критикувате одредени проекти? Ако не се лажам, актуелните градоначалници се изберени со ваша поддршка да минатите локални избори, така? И како тоа одеднаш сега тие не работеле како што треба? Вака. И како, ако толку се неспособни во СДСМ, се уште сега партиципирате со ниво власта, бидејќи од многу од излагањата утврдивме дека имате забелешки сериозни за работењето на актуелните избраници и во Советот, а и за градоначалник. Вака, јас најпрвен моето мислење го кажувам јавно и го кажувам отворено. Немам што да изгубам, нити кријам некого. Имам да кажам дека секој што ќе бидне и бил градоначалник, ќе му дадам сериозна критика ако навистина постои, независно од која политичка партија. Да, ние сме во коалиција на национално ниво, но мислам дека е сосема легитимна една партија да излезе слободно на локални избори и да настапува самостојно. Партиите што се во коалиција на национално ниво не значи дека се самата голема политичка партија, него едноставно имаат заеднички идеи, прогресивни, како треба да биде патот на државата и какви политики треба да се донесуваат. Тоа што ние сме сами на локално ниво, пак на крајот на денот имаме сите ние една иста цел, а тоа е да ги задоволиме граѓаните и да им ги дадеме услугите кои што навистина се потребни, кои што ги бараат од локалната власт. Нудиме различни концепти, во тоа се разликуваме, различни мерки и решенија. На крајот на денот сепак имаме иста цел, ги задоволуваме граѓаните. Морам да кажам дека во нашата политичка партија не постои полтронство и послушност. Јас тоа јавно можам да кажам и одамна го имам потврдено дека освен во либерално-демократската партија во која што сум сега, не би влегла во друга партија затоа што мислам дека се губи индивидуалноста. Ние сме мала партија и препознаваме квалитет на индивидуи наспроти мнозинството или мислењето на едните и на другите и не се соочуваме со вакви работи. Затоа што се цени индивидуалноста, затоа директно сум вклучена и мислам дека тоа така треба да почнат сите да функционираат, па толку многу се стремиме како општество и НД и сите надворешни фактори пробуваат да организираат обуки за да ги сплотат сите политички партии за на крајот на денот да донесуваат квалитетни решенија, а што гледаме сепак некоја партиска матрица или некои да речам од партија гласови ги менуваат, морам да кажам, прво младите и некако и тие на крајот на денот веќе ја губат својата индивидуалност. Затоа ние се разликуваме во тоа што сме индивидуалци, во тоа што го почитуваме индивидуалното и она што навистина е вредно. Затоа и јас овде сум денес затоа што мое движењето кое што го застапувам мислеше дека јас сум најдобриот избор за Куманова. Јас ја прифатив мојата кандидатура, иако знаев дека ќе биде вака и знаев дека ќе се соочам со големи предизвици, сепак јас мислам дека ова е плюс не само за мене, туку за целата наша држава, затоа што наредните избори јас очекувам дека ќе има што повеќе млади кои што ќе бидат на моје место и мислам дека не треба да имаме таков стереотип ако си на централно ниво во коалиција дека правиш обструкции или не знам што, едноставно секоја партија се донесува своји одлуки и тоа е сосема легитимно. Што повеќе имаме понуди, тоа е подобар избор за граѓаните. Јас сум презадоволна тоа што имаме 5 кандидати за градоначалници и толку многу советнички листи, затоа што најпрви советот ќе не биде разновиден, ќе се донесуваат одлуки кои што ќе бидат најдобри за граѓаните, од друга страна граѓаните ќе може да го изберат својот вистински избор. Затоа што некако се навикнавме на тој двопартизам и тој црно-белиот цвет мора некако да се сруши и да дојдат и други луѓе кои што ќе може да принесат промени. Така да уште повеќе кога би имало кандидати, уште подобра би била понудата за граѓаните и тие би знаеле да го направат својот вистински избор.
Ви благодарам. Реплика побара прв господин Отилиевски, потоа Димитриевски, да видиме кого ќе спомене со контрареплики и ве молам да се држиме во временската рамка. Ке има уште многу шанса за реплики, па предлагам на следните теми можеби излагањата да ги намалиме на 2 минутки ако ви е така интересно. Ама вие повеќе се залагате за излагање, така да ќе останеме на постоечките правила. Повелете, Илиевски. Градоначалникот на една општина е избран од страна на граѓаните да ги согласно програмата која е понуда. Така. Да. Граѓаните на една општина не го избираат да води надворешна политика. Тука треба да расчистиме. Значи, не можете, еве да кажем, господин Димитриевски, ако сакаше да води надворешна политика, можеше да остане пратеник. Беше пратеник. Зошто се залагаше да биде градоначалник? Со помала плата од пратеничка. Значи, тука има, го прашувам, еве, 14 милиони евра, оперативен буџет, изнесено негово мислење, негова бројка од емисија Став во мај годинава. 2 милиони евра вратил долг, станува 12 милиони евра. Еден кружен тек и една монтажна катна гаража во Куманово. Другите инвестиции ги нема. Со 12 милиони евра. И затоа го прашувам и на минатата емисија од кај се парите за толку скапа кампања, сите 5 кандидати, 4 останати, немаме толку скапа кампања колку што он има. 30 секунди. Прелета времето. Повелете контрареплика, пак имате право и на реплика и тука сместете делото. Имам скромна кампања, едноставно што закупив билборди, бидејќи нема кај да се рекламираме, немаме привилегија како вас, ќе вклучите значи телевизија и излегувате и од фрижидер на луѓето дома, бидејќи 2,5 милиони евра државата троши за кампањите на големите политички партии, а од тоа само 3% добиваат независните кандидати. Мене ми припадна од државата 1200 евра за кампања. Толку имам. Ме нема никаде. Морам да потрошам дел од средствата за да излезам некаде, луѓето да ме видат. Но тоа не е главниот проблем. Главниот проблем во политиката е единствено полоша работа од лош став е немање на став. А вие, господин Илиевски, го немате ставот во континуитет за ниту едно прашање и се служите со манипулации, па дури станавте одеднаш и експерт па и психолог, покрај тоа што сте менаџер и психолог, па ја профилирате мојата психологија, дали сум нервозен или не. Мислам првен дека не е коректно, не ви упаѓам во зборот додека говорите. Вие во сослушувам, ќе дебатираме ако сакате до вечер. Но празни сте, господин Илиевски. 14 милиони евра се оперативниот буџет за 4 години на оваа општина. Со тие пари плаќате зимско, летно одржување, плаќате работа што ги работат јавните предпријатија, дополнително работите и на други проекти, спорт, култура и сето тоа треба да го развивате. И вие излегувате пред граѓаните и велите ќе направите 120 километри инфраструктура. Па како ќе ги направите со тие пари? Цело време велите дека ние кога ќе дојдеме. Кој тоа, господин Илиевски, ние? Кој ќе владее со Куманово, градоначалник или вие во множина? Кој е кандидат за градоначалник? Вие или Спасовски? Ајде одговорете јавно. Ќе добиете Не, ова мора да го договориме. Ама ќе добиете. Не, ова мора да го одговориме последново. Последново мора да го одговориме затоа што изгледа дека на вас 30 секунди одговорете на ова прашање. Значи 30 секунди. Изгледа дека на вас ноќна мора ви се нашите министри. Не сите. Да, затоа што во последно време нонстоп ги спомнувате кој ќе биде градоначалник, кој ќе биде градоначалник. Јас кога зборувам ние, зборувам за тим на луѓе. Не зборувам. Знаете што, еден успешен менаџер секогаш е успешен затоа што има тим на луѓе. Затоа што знае да го користи менеджментот на човечки ресурси. Тоа е една посебна наука. Затоа секогаш мора да кажува ние, сам човек. Ниту во едно домаќинство ништо не може да направи. А не па во толкова институција. Вие цело време велевте јас. Затоа тие проекти не ги реализиравте. Кон другите кандидати повелете. Сега јас имам реплика. Ќе добиете право на реплика. Споивте погрешка и реплика и контрареплика. Повелете, господин Салиу, па господица Димитровска. Мислам, прашањето беше да се вратиме на почетокот. Партизирањето е многу голем проблем во Куманово. Сакам да нагласам, еве и советничката листа од нашата коалиција е составена од две партии
имавме избор на луѓе кои се професионалци по своите области и тука сакам да истакнам и да прашам воедно дали при избор на советничките листи се направени селекции по професии и профил на советниците или тоа се као награда или заслуга за партиските војници што ги имаат низ градот? Сега им дадовте Сега тоа на можност за мене. контрареплика и на двајцата, на тројцата, и може и Димитров Не. да повелете. Па Двајца- како? Ние двајца. Не и на мене. И има контрареплика, бидејќи Да излезам прашува од дебатата. Немам време кога да зборам. по која заслуга се поставуваат на листите? Значи сите тројца можете, сите имате кандидати Еве, за Еве, советници. можам и јас да Повелете, почнам, Првин господине Димитров. Салију, ви благодарам, еве што ми дадоа можност да се искажам и така во политичкото рекламирање не има најмалку, тоа сме свесни. И сега не можам ни на дебата до збор да дојдам, ама во ред. На нашите листи, затоа што и ние сме во коалиција на две политички партии, кои што се прогресивни политички партии, кои што нудат либерално зелени политики, така да на листата е поставен човек кој што за прв пат еве се наоѓа во политиката, но човек носителот на листата, но човек кој што е значаен за бизнис секторот. Втора е Олгица Велјковиќ, на сите добро позната, која што влие во Куманово е гласноговорник за тоа, она е граѓански активист и влие за тоа како Куманово да биде зелен град. Трета е Валентина Плавловска, која е професорка по физика, така да тоа се луѓе кои што навистина се истакнати со интегритет во нашата локална заедница и луѓе кои што заслужуваат да влезат во советот и да придонесуваат со нивното знаење и искуство за креирање на подобри локални решенија. Ви благодарам, контрареплика ве молам. Еве ја добре. советничката листа на концептот за наше Куманово, носител Ивана Ѓорѓиевска, никогаш немала искуство во политика. Најголем дел од луѓето се на таа листа, 33 луѓе кои што немале искуство или пак биле и се уште се членови на СДСМ, ВМРО, други политички опции, голем број од нив неопределени луѓе. Сите рекоа дали ќе бидам прв или 33 воопшто не е битно, дајте да се смени концептот. Да луѓето кои што, еве, човекот кој што мене ме венчаше пред 21 година како советник, се уште е член на советот во Куманово и треба да се да замине во историјата концептот на вечни функционери. Ако си квалитетен, одиш 2 мандати, ако си добар, одиш на повисока благодарам. позиција, лош си бил, одиш во резерва и доаѓа некој друг. Тоа е Ви концептот благодарам, граѓански Димитриевски. пристап. Илиевски 30 секунди вие, контрареплика на господинот Салију. Ние имаме еден демократски процес на добивање на кандидати за советници, затоа што во тој процес учествуваат некаде околу 4000 луѓе. Сите членови по местни одбори се повикуваат, секој дава предлози, секој дава своje мислење. Врз основа на тоа се формира мислење со испитување на јавно мислење, правите од различни категории на образование, нормално, втора работа, од географска застапеност да имате, од различни професии, ама најбитно е да ако учествуваат 4000 луѓе во еден процес, тоа по-демократски процес не може да биде. Благодарам. Имате право на реплика, баравте уште пред малку, се Градоначалник- извинува, мораше првин контрарепликите. На првата Повелете. моја дискусија реплика. Не, Не, ова е што право го на кажавте, реплика. имам На право на кого реплика. ќе спомене, тој ќе има право на контрареплика. Повелете. Градоначалникот спомна дека не треба да има вечни политичари, се согласуваме, вие сте 16 години еве во општината, не ли мислите дека ова е премногу и дека е малку дволично пред граѓаните Не. да слушаат дека само да се доискажам, да слушаат дека не треба вечни политичари, од друга страна еве и вие сте толку години и второто мое прашање е дали доколку од вашата матична партија бевте изберени за градоначалник и ги обелоденувавте сите овие информации кои ги кажувате за потенцијални политичари во нашата држава или сепак тоа ќе си премолчевте и немаше да се постави такво прашање воопшто на дебата. Мене ме интересира затоа што знам дека некои политичките партии нели имаме свој шеми како функционираме, па дали доколку вас Социјалдемократскиот сојуз ви е номинирал како повторно кандидат за градоначалник, сите тие информации би ги кажувале и со кои министри не соработувате и кои ве блокираат или тоа сепак би останало некаде затворено во вашата глава? Па, прво многу го слушате кандидатот Тони Михајловски, не се 16. Не се ова од Тони. Не се 16. Јас сум од 2009 советник, потоа сум председател на совет, бев кус временски период во парламентот, на анкетите тогаш бев најдобар и бев кандидат.
Ставовите не ги искажувам од вчера. Ако ги следите седниците на Советот, ќе видите дека во континуитет имам отворени ставови и мислења по сите прашања без разлика за кој министер се работи. Проблемите не се од вчера, проблемите се со години. Оно што е многу победно е дека јас работам транспарентно и не кријам ништо од граѓаните. Граѓаните се тие кои што ќе ценат. Инаку, пред да станам советник, видите, тешко се доаѓа до советничка позиција. Бев 2 пати кандидат за советничка листа. Еднаш бев позади на листа, вториот пат бев 13, па кога станав третиот пат бев 4 или 5 и влегов во совет. И затоа ви велам, го газив чекор по чекор мојата политичка кариера. Тргна под председател на месен орган на организација на младиот гласачко место. Стасав 2 мандати член на извршен одбор и на крај метлата кога дојде ме смете затоа што јавно говорев, ама не се плашам тоа. Ја свативме поентата, преминуваме на третиот сет прашања. Не, имав реплика, се извинувам. Реплика? Имав реплика, не ми дозволивте. Искористите наједнаш и реплика споите не. се. Значи минута и пол Имав реплика на господинот Илиевски, Сакате да реплицирате? ако ми дозволите. Ај вака. Имате сите по 30 секунди. Јас не можам поинаку, нема да можеме да стигнеме на сите теми. Ако сакате сите по 30 секунди, ама бидете во рамки. Јас сакав реплика во делот на прашањето за Бугарија. Не е позиција 30 секунди ве молам тајмерот. Не е министер за надворешни работи позицијата на градоначалникот, но ја представува општината. И ако некој каже дека Бугарија била администратор и го ослободила Куманово, а не го окупирала Куманово, имате општествена одговорност пред граѓаните да излезете и да го критикувате тој став. Бидејќи во спротивно, ако молчите и немате став, лагата ќе стане вистина и ќе се промени историјата. Комуналните проблеми се решаваат, но проблемите кои што се долгорочни од ваквите изјави ќе ги влечат и нашите внуци и деца, бидејќи еден ден некој ќе дојде од Бугарија и ќе каже кое што никогаш се нема извинето што има направено овде и ќе каже вашиот премиер тоа го каже или вашиот представник тоа го каже. И затоа имаме одговорност да имаме став по тие национални. Ајде сите по 30 секунди, што сакате можете во оваа прилика. Повелете дали ќе одговорите или пак јас пак ќе кажам дека граѓаните на локални избори не бираат министер и не бираат пратеник. Тие водат надворешна политика. Граѓаните ве бираат согласно програмата и ако вие ниеден проект немате остварено од програмата, тогаш наоѓате други изговори и други политики кои ќе водите се со цел да не ве прашаат тоа што треба да ве прашаат. Инаку, пак ќе кажам, од 14 милиони евра оперативен буџет, 2 милиона евра вратени, 12 милиони евра и најверојатно господинот Димитриевски треба да одговори каде се другите пари. Ќе имате простор пак за реплики и контрреплики. Не можеме веќе на оваа тема, 30 секунди за господинот Савију и 30 секунди за господицата Димитриевски. Можете да говорите за тоа што сакате, ако не сакате. Сите имаат. Ве молам, повелете господине Салиев. Не ги знам лицата кои се во листата на советници кај двете советнички листи. Ме интересира чисто вака, као граѓани на Куманово, албанец, албанците кои ги имате во листите, по кој основ сте ги избрале? Директно прашање сега. Јас имам албанци, можам да одговорам. Кратко, многу ве молам. Директно прашање, само кратко, 10 секунди, ве молам, да не дожиме, ве молам. Значи, едната кандидатка, албанка на листата, е дипломиран правник, граѓански активист со одредено скромно искуство во делот на работење во судот. Другиот активист е медицински техничар, кој што човекот се обидува неколку пати да добие работа во одредена државна институција. Ова чисто информативно, бидејќи не знам. Инаку се угледни граѓани, честни граѓани на градот Куманово и квалитетни кадри кои што треба да добијат шанса. 30 секунди. Сите политичари имаат морална одговорност и сите треба да одговараат најпрвен пред граѓаните, затоа што граѓаните ги бираат политичарите, а не политичките партии. Тоа не сме да се заборави тој граѓански концепт. Тој информатор што стои на маса, наместо да биде само електронски, он се споделува во 3000 примероци и градоначалникот го користи за себе промоција, со што наместо таквите пари да одат во некои попродуктивни цели, дали тоа ќе бидат младите, дали тоа ќе бидат социјално ренливите категории, дали еве сега децата кои што не одат во основно образование нема да мора вода да им тече од кров, наместо парите да се даваат за такви елитни изданија, ќе може да се користат за попродуктивни цели. Ви благодарам, преминуваме на третиот круг. Сите искористивте по, значи тоа беше директно прашање. За советници. Ајде, директно прашање. Извинувам, мора процедурално да реагирам.
Имаме ова прашање за листите, имаме значи информатор. Сега должен сум одговор да дадам за годиме информатор. така со контрареплики никогаш нема да ги тогаш да се затвориме држиме темите. до темата. Нема никогаш да ги затвориме темите. Вака ќе отиде во етер, градскиот информатор е редовен билтен кој што се издава на 2 години. Минута после и завршуваме со темата. Се издава на 2 години. Се издава и во електронска и во пишана форма и граѓаните сакаат да прочитаат. Не сите се онлайн и треба да бидат информирани. Не се користи во политички цели. Секогаш се издава на 2 години во месец октомври. Тоа што градоначалник, ама тоа е сугестија, доколку бидете повторно избран за градоначалник, да го ставите електронски, за да не... сугестијата и следната година, ако бидам градоначалник, и ме изберат граѓаните, ќе го испринтаме во 10.000 примероци за да бидат граѓаните уште поинформирани. Тоа се непотребно фрлени пари во хартија, затоа што сите се залагаме еве за дигитализација, а збориме дека во 10.000 примероци ќе се испринта, кога може тие пари за попродуктивни работи да се Повелете, користат. господин Илиевски, 60 секунди преминуваме на следна тема и ќе одиме со помали излагање 2 минути. Повелете. Вака, нашите, ако велите за албанци, кои се На вистина не ги знам луѓето, чисто сакам да знам по која основа сте ги избрали. По која основа? Кај нас на нашата советничка листа има од сите народи кои живеат во Куманово. Куманово е Македонија во мало. Членовите си ги бираат. Значи местните одбори таму каде што е предложен и кажуваат да, ние сакаме тој човек да ја застапа оваа населба. Ние не кажуваме која националност да биде или кој на кое место да биде. Значи, тоа го кажуваат членовите, кој е населба, тој живее таму. Тој треба да работи таму со луѓето. Така се бираат нашите. Инаку, за се уште немам одговор за кампањата, ама јас ќе го дадам одговор. Јас ќе дадам одговор, го имам тука. Не. Повелете? Повелете, продолжете, па јас ќе дадам одговор. Во ред. Ајде да преминеме на третиот сет прашања. Значи излагањата сега по 2 минутки во интерес на времето, бидејќи многу одолживме. Скоро сите од кандидатите, освен актуелниот градоначалник, зборува за кални, асфалтирани улици, проблеми со водоснабдување, канализација. Очигледно е дека овие проблеми се децениски, не се од сега. Дали можеле да се решат во овие 4 години? Не знам, ќе каже градоначалникот, а тука сте и вие да го кажете вашето мислење. Но дали може сега некој да дојде од вас и да реши се во еден мандат? Има ли нереални ветувања? Кои или кои проекти можете да наведете и точно да го лоцирате износот, односно изворот на финансии, дека сигурно го имате подготвен и дека ќе го реализирате? Одиме први со господинот Димитриевски. Така се случи бидејќи го немаме Тони Михајловски. Во програмата ветувате 3 градинки во Зелен Рид, Бајрам Шабани, Карпош 2, катни гаражи, 5 кружни текови. Можно ли е тоа во еден мандат? Да, општина Куманово е во кондиција да ја покрие цела таа програма која што е понудена од нашиот концепт за наше Куманово и да ги реализира. Само 2 минути, одиме со излагање на 2 минути. Се извинувам, ќе продолжите на 2 минути. Повелете. И ќе се обидеме да го реализираме тоа и многу повеќе што не е напишано во програмата, а постојат нереални ветувања, например, ама постојат и нереални информации. 120 милиони евра инвестирани во патна инфраструктура. Еден мој пријател доаѓа од Швајцарија и вика: "Леле, колку манипулираат, па тоа е пат." Вика, со 1 метар ширина од овде до Женева, од кој што јас дојдов. Кај е тоа? И кај се тие пари вложени? Значи, огромни средства. Има еден податок, дека општините стопанисуваат многу подомаќински, располагаат со собствените средства и средствата кои што ќе ги добијат, отколку државата, бидејќи просторот за манипулација е многу поголем на централно ниво. Инаку, програмата на концептот за наше Куманово е реална, издржана и јас барам од граѓаните да дадат подршка на таквата програма и овој концепт и на советничката листа и да не дозволат никогаш повеќе врз база на Советот да се прават политички калкулации и наместо да гледаме конструктивни седници, да гледаме политичко препукување. Советниците треба да се препукуваат за концепти и идеи, да ги застапуваат ставовите на граѓаните, а не да се препукуваат на политичко ниво, каде што и јас сум бил дел од такви препукувања, многу пати сум морал да реагирам. Инаку, самите програми на сите кандидати кои ќе ги погледнете изгледаат добро. Јас говорам за мојата програма, на концептот за наше Куманово, дека таа е реална, остварлива и ќе отвори многу поголеми можности на Куманово да продолжи да се развива како еден модерен и урбан град. Ке ве вратам, пред 4 години немавме клупи на плоштадот, нити пак имаме
корпи за отпадоци. Немавме во градски Соколански парк урбана опрема. За една вечер ни беа украдени 46 клупи и скршени. 100 пријави имаме до други надлежни органи, никој ништо не постапи, ниту пак имаме едно дело откриено до сега во делот на уништување на јавниот имот. Да не зборувам за локации како што ги изградивме во делот на Доброшане, Студена вода. Значи, сега моментално споменко стројство. Апсолутно сето тоа. 65.000 квадратни асфалтна површина беа поставени во 4 години, во следниот период 130.000 квадрати ќе бидат изградени и дополнително. Вие говорите за проект кој е награден 2005, ако не се лажам, тоа е спојување на двата плоштада со подземен премин. Можно ли е тоа? Од каде ќе ги лоцирате средствата? 2 минутки ако може да биде тајмерот, ако не јас ќе гледам и ќе ве предупредувам за да скратиме. Вемо. Ние нашата програма ја базираме на целокупното, значи сите проекти ги базираме на тоа кој проект од каде ќе се финансира. Еден од тие проекти е плоштадот во Куманово, каде што ќе има подземни сообраќајници и подземна гаража, одведување на подземните води. Подземната гаража ќе има 700 места за паркиралиште, со тоа ќе се спојат двата плоштади и целосно е покриен со финансиски средства, дел од средствата на општина Куманова, а дел преку централната власт. Инаку, претходно спомнавте за Куманово, се уште нема на околните населби 20% и повеќе од 20% немаат вода, канализација и неасфалтирани улици, и тоа е голем проблем за Куманово. Еве, јас ќе ви кажам дека во изминатите 4 години владата им даде на општините 550 милиони евра за водоводи, канализации и асфалтирање на улица. Општина Куманово по глава на жител има најмалку искористено, и тука да не бидам реплициран дека некој некого не му се допаѓа па не му дал пари, значи нема апликации, нема проекти, апликации од општина Куманово. Најмногу има искористено општина Кавадарци, иако е од ВМРО, по глава на жител, затоа што човекот не водеше надворешна политика, него си водеше проекти, се носеше, се аплицираше на огласите кои се даваат од страна на владата, зависно од кое министерство е, и затоа ние предвидуваме во програмата, бидејќи имаме тесна соработка со сите министерства, и во делот на образование, и во делот на детски градинки, и во делот на улици, односно на канализации и водоводи, точно знаеме од кое министерство, од која програма, кога ќе се реализира. Така да програмата ни е најдобрата, затоа што јас лично како менаџер сакам да ги водам процесите, ама да се сконцентрираме на решавање на проблемите на граѓаните. Дефинираме, говорите за Кавадарци преку проекти или по основна задолженост најмногу добиле? Не, проекти. Проекти си аплицира, човекот си има менаџер, човекот е менаџер, си работи, си аплицира, си добива пари. Добро, разбравме. И јас имам реплика. Подосна сите репликите се најатрактивни. Да одиме со господица Димитровска, скейт парк споменавте, покренувате намалување на овие паушалите на советниците, не знам колку ќе добиете на симпатии кај нив, кај овие што се на листите. И осветливо Куманово, тоа ми е вака доста интересно. Ваму говориме за кал, немање асфалт. Сега, дали има до улични свирачи на граѓаните? Дали тоа е неопходно? Па секако дека има, затоа што асфалтирани улици и да нема вода по улици, јас се зезам Куманово на води бидна, затоа што кога заврна до чевлите до тука носев чижми за вода, затоа што имаше вода на секаде. Атмосферската инфраструктура во Куманово е од 26 до 27%. Така да не можеме да се насочиме на некои подобри проекти или проекти кои што ќе ги задоволат граѓаните само заради тоа што имаме дупки по улиците, имаме кал, имаме неасфалтирани улици или премачкани предизбори улици, а од друга страна повторно граѓаните ни заминуваат и ни викаат нема културен живот. Во однос на осветли го Куманово, најпрво планираме да ги смениме сите сијалици во градот, со што кога ќе ни дојдат туристи, мене ми кажуваат зошто градот толку ви е темен. Затоа што некако нема светло во градот, а потоа планираме на сите улици да поставиме пантомима, пејачи, уметници кои што ќе ги забавуваат граѓаните, па ќе привлекуваат и странци. Од друга страна, за скейт парк говорам многу затоа што тоа е иницијатива на млад човек, а јас како млада личност сакам да го застапам гласот на младите и да ги презентираме таквите проекти на кои што работевме. Морам да потенцирам дека скейт парк беше една одлична иницијатива изработена со покровителство на швајцарската
амбасада, така да овој проект е представен, има планска документација за тоа на која локација може да биде проектот и на вистина може да се изреализира, затоа што е срамота на големата општина да нема каде младите да одат и да возат нели скейтборд. Значи таквите проекти мора да ни бидат приоритет на сите нас, затоа што тоа нема да ги користат само младите, туку ќе ги користат сите граѓани. Во однос на асфалтирање на улиците, во информаторот, мислам во извештајот на градоначалникот стои 165.000 метри квадратни, ако ги погледнеме бројките доколку улиците се 4 метри широки, а не 1 метар, тогаш тоа доаѓа или 5 метри, тогаш тоа доаѓа околу 40 километри асфалтирани, до 41 километар асфалтирани улици, а градоначалникот на Виница каже дека асфалтирал 45 километри. Така да срамота е за една општина која што е најголема во градот. Благодарение на моите експерти ги знам овие податоци, јас не знам све, така да драго ми е што имам вакви експерти околу мене. Дали може Куманово да се пофали и да се спореди со општина која што е неколку пати помала од Цела Куманово? Виница нема 45 километри Ви инфраструктура, благодарам. така да слабо. Овој круг ќе го завршиме со господин Беким Салију. Гимназијата Сами Фрашери сакам да ја третираме, ама има една голема дилема. Сега локацијата дефинитивно е лоша. Има ли, слушнав овие денови по пат на анкета да се изјаснат учениците сами, мислам дека тоа предолго ќе трае и по кој основ ќе се договорат тие. Има ли некоја локација која може да посочите, а повелете и доколку имате други издржани проекти од каде што за кои што имате сигурни финанси? Значи, нашата програма е сеопфатна, меѓутоа тој дел како најболна точка во моментот е посебно разработен. Ние во моментот сега додека зборуваме, има родители кои веќе почнаа децата да ги водат по доктори, бидејќи почнаа да се преладат од лошото време. Таму немаме елементарни услови, во моментот е веќе жалосно и е како да носиш ученик да го казнуваш таму, а не да учи. Сега околу локацијата. Локацијата, зошто ако веќе се користи тој простор таму, зошто да не се сруши постоечкиот објект и на истиот да се направи, меѓутоа влезот да биде од позадина, за да се избегне ризикот за учениците. Една од варијантите кои ја нудиме. Мислам дека и како локација не е лоша. Решливо е, локацијата постои, нема потреба да се купуваат локации или да се чека одобрение за нови идеи. Кога се веќе таму, тука се бара привремено решение, додека се среди објектот, дајте луѓе, децата да ги сместиме некаде да учат. Иде зимски период, жалосно е стварно, и моето дете учи таму, ја не знам како ќе истера цела школска година во такви услови. Програмата е направена за да се решат проблемите. За 4-годишен мандат, убеден сум дека сите овие програмски определби што ги имаме и проблеми кои треба да ги решаваме се решливи. Меѓутоа, има и неколку проблеми кои треба веќе да се решени неколку декади позади нас, што се помина. Ова ни е некако као проблем кој треба сите тука да се потрудиме да го решиме. А еве ви нудев отворено решение дека има излез, има и добра идеја, има и добра локација, само треба да се среди, да се реши као проблем. Ви благодарам. Прв за реплика се јави господинот Димитриевски. Повелете, мислам дека сакате да реплицирате. Па имате 3 реплики, ма мора да сведеме се во минута. Видете, сите Така е, разбирам и ако сакате да водиме конструктивна дебата, треба да ми дадете можност за да одговорам на сите овие. Повелете, гледам да бидам, ви овозможувам цело време, малку повеќе време, бидејќи сите реплики се насочени кон. Во интерес на времето ќе се откажам од сите реплики и нема да коментирам. Јас се молам сега да не го сведеме на ова ниво. Повелете, сакам да го узурпирам просторот на вистина, ама ако имаме отворени забелешки, тогаш заслужуваат граѓаните и да ја слушнат вистина. Ајде да ги чуеме. Еве цело време сум конструктивен и оставам повеќе време за одговор. Гимназија Сами Фрашери. Таму е потребно трајно решение. Ние веќе времено решение имаме. Многу е кажано во јавноста и јавноста знае каде е проблемот. И општина Куманово дефинира дека со сопствени средства ќе оди во решавање на овој проблем. Нарачавме проект, го работи наше јавно предпријатие, идејно решение. Следна година ставаме пари во буџетот и одиме со реализација на прва фаза, на кого му се допаѓа во ред нека подржи, кој не сака
нека е жив и здрав. Нема да чекаме на ресорното министерство и на политизирање на прашањето. Ќе работиме. Не бевме во кондиција да работиме. Како со долгови да изградите школа? По една школа кошта 4-5 милиони евра. Како ќе го направите? Зборувам, тој средношколски концепт, комплекс, центар многу повеќе пари впрочем. Што се однесува на Теодора, јас пак ќе кажам, мене ми е мило што има добра субкоординација помеѓу вас. И во ред јас тоа го прифаќам. Помеѓу кои нас, извинете? Па помеѓу вас како кандидати за градоначалници, бидејќи гледам дека има добра субкоординација и добра надополнетост. И јас сум независен кандидат, подржан од граѓаните. Мојата цел е да работам исклучиво во интерес на граѓаните и оние кои што јас ги застапувам, не во интерес на меѓупартиски коалиции, договори и така. Хајде да застанеме тука, па ќе ви дадам пак, можда сигурно ќе имате дебата. Контрареплика првин господинот Салиу, па потоа контрареплика по 30 секунди ќе му одговорите на господинот Илиевски. Ќе дадеме можда. Јас се пријавив за реплика на Прв се пријави Димитриевски. Значи, прв се пријави Димитриевски. Верувајте ми, се обидувам да видам навистина на средина. Сега, јас знам дека никој нема биете задоволни на крајот и сите, јас ќе видам виновникот, ама мора да се обидувам да држам некоја, да нивелирам. Повелете. Се бара трајно решение, вистина е дека се бара трајно решение за средните училишта. Која генерација ќе ја чека да ја доживее, значи, зградата која на вистина вреди да се третира и да се смета дека е вистинско училиште. Подобро да почнеме некогаш отколку никогаш. Господица Димитриевска. Јас морам Димитровска, се извинувам. Да, градоначалникот ме знае уште пред ова и знае дека јас не слушам никој, нити сум во координација со никој, не знам зошто тоа ми го потенцира. Вие сте градоначалник и јас да бев на вашето место, вие на мене ќе ми реплициравте. Јас овде само го искажувам тоа што го гледам и немам со никого координација, тоа што ви укажуваме на вас, јас очекувам овие проекти доколку вие повторно станете градоначалник да го слушнете гласот на сите граѓани. Доколку има критика и тоа да се прифати. Тоа што ви реплицирам на вас, тоа не значи дека директен атак вршам врз вас, него едноставно си го користам моето право и мојот избор на тоа да си кажам што мислам дека ми смета. Ми смета затоа што информаторот не е електронски, ми смета затоа што место километри се пишуваат метри. Тоа е моje лично право и никој нема да ме спречи, ниту да преюдицира дека некој со некого се договара што да каже или на кого да реплицира. Тоа нема да го дозволам на една дебата. Ви одговорив дека Виница нема толкова патна инфраструктура врз база на податоците кои што ги изнесат. Повелете, господин Илиевски, вашите 60 секунди за реплика. Значи, јас ќе искористам, еве 60 секунди за сите тројца. Прво, значи, околу уличното осветлување, општина Куманово има подпишано јавно-приватно партнерство. Господинот Димитриевски, кога беше председател на Совет, тогаш беше градоначалник Дамјановски, исто сакаше да подпише јавно-приватно партнерство. Господинот Димитриевски велеше дека ќе се само запали ако едно јавно предпријатие се даде под јавно-приватно партнерство и тоа господинот Дамјановски сакаше да стави 50% за општина Куманово, 50% за приватниот партнер. Господинот Димитриевски сега го стави 90% за приватниот партнер, 10% за него, ни стави кинески сијалици наместо Сименс претходно што беа нудени. Ете тоа е. Околу и само да кажеме дека 1 милион евра приватниот партнер од граѓаните на Куманово сега зема во својот джеп наместо 500.000 евра да останат во општина Куманово. Тоа е, еве, искористи прилика само на една реплика. Во ред, ви благодарам, само уште 30 секунди контрареплика. Имам уште две. Да затвориме оваа тема, нема да имаме време. Повелете, ако сакате повеќе реплики, ние можеме да одиме. Првин чисти инсинуации. Куманово е еден од најдобро осветлените градови во државата. Го следиме примерот на Охрид, а нас не следат Валандово, Крива Паланка и многу други општини по државата. Во минатото трошивме двојно повеќе, сега заштедуваме некаде на годишно ниво, на месечно ниво околу 1 милион денари или 12 милиони денари на годишно ниво со уличното осветлување, што значи дека Куманово се осветли без вложен денар пари
и средства на општината и тоа е еден од ретките примери во државата, не се точни бројките 50-50-10, туку 20% од вкупниот износ остануваат на општината, плюс 2% од остатокот јавниот партнер се наплаќа, но бев против приватизација на гасификација, бидејќи сакаше да се продаде јавното предпријатие Куманово газ за помалку од 1 милион евра, што според мене не е. И тоа е сериозен капитал на градот кој што треба еден ден да го акумулираме во градската каса. Во ред, да ја затвориме оваа тема, двете последни, наеднаш во 2 минути сведете со своје обраќање. А потоа ќе имаме време за уште контрареплики, дел од тие одговори чувајте ги за после и секако да се обратите на јавноста. Значи, колку може градоначалникот, господин Иливски, почнуваме од вас, да придонесе за подобрување на финансиската состојба на граѓанинот? Значи, знаеме дека не се парламентарни, туку локални избори. Може ли, има ли механизми, потпишавте фер кодекс, ми интересира, почнаа сега некои афери во јавноста да се појавуваат. Сега прашање веќе станува, ми се чини, дали се по закон на фер веќе, мислам, не се. Ова е прашање за сите унифицирано, би сакал да чујам одговор. И дали да очекуваме барем мирен изборен ден? Повелете, 2 минути. Според испитување на јавно мислење, граѓаните зошто младите луѓе се селат од нашиот град и од нашата држава е прво, значи животниот стандард, второ животната средина. За животниот стандард најмногу треба да се грижи централната власт, но тука спаѓа и локалната власт. Додека за животната средина е обратниот процес. Локалната власт треба да овозможи добра животна средина, се со цел младите да си го сакаат својот град и да сакаат да останат тука. Но сепак, за животниот стандард многу може да допринесе и самиот локална самоуправа со тоа што најпрвен ќе ги развие индустријските зони, навремено на приватниот сектор ќе му даваат дозволи за градби, а не ако ми е пријател ќе му дадам или ќе го влечам по 2-3 години. Имаме во Куманово во индустријските зони пред 4 години купено плацеви за да изградба на фабрики, за да се вработат млади луѓе. 4 години не може да земат дозвола за градба, значи од општина Куманово. Тоа треба да престане во момент. Значи во моментот, затоа што приватниот сектор е многу побитен од јавниот сектор. Приватниот сектор го храни јавниот сектор и треба јавниот сектор, односно општината Куманово треба да им служи на граѓаните и на приватниот сектор. Кај нас е процесот обратен. За да завршите било која работа треба да бидете личен пријател со градоначалникот или пак со некој близок на градоначалникот. Затоа ние ќе ставиме отворена општина за сите граѓани, каде што ќе има кол центар, на телефон ќе се пријавуваат сите проблеми, сите предмети до кај се и ќе има процедура и постапка за колку време треба да му се одговори на граѓанинот, нормално и на приватниот партнер. Ние ќе привлекуваме странски инвестиции со високи технологии, каде што платите информатички технологии, технолошки технологии, каде што платите на вработените во тие индустријски сектори се надпросечни плати, а не да привлекуваме со лом производство, каде што платите се многу ниски. Со тоа ќе ги вработуваме младите луѓе да земаат повисока плата, а се со цел растење на животниот стандард на цело Куманово. Затоа што знаете, во економијата тоа се вика мултипликатор. Колку повеќе пари земаат граѓаните, се мултиплицира развојот на целиот град. Ви благодарам. Повелете, господин Седиметовски. Да, најпрвен парите на граѓаните треба да бидат домаќински користени и парите на граѓаните не треба да служат за други цели освен за граѓански цели и за остварување на потребите на граѓаните. Затоа јас и толку гласно зборувам за тој информатор, затоа што мислам дека е непотребен да не биде електронски. Втора работа што морам да ја напоменам е дека нашите советници во советот ќе се откажат од 6000 денари и тие пари ќе ги насочат кон некои попродуктивни цели, како на пример давање на ужинка на деца кои што се основно оделение, затоа што гледаме дека никако не се помага на тие мали, на деца, на студенти, па ајде тогаш нашите пари ќе бидат таму насочени и ќе покренеме таа иницијатива и други советници да се доколку сакаат доброволно, затоа што сепак тоа прашање се регулирани или законски, а преку нашите пратеници во собранието ќе иницираме можеби измена на законот за да се намали, затоа што нашите советници земаат најголем паушал од
инвестициите во државата. Морам да напоменам дека она што ние го предвидуваме е креирање на Куманово повторно како клима за да биде навистина да може да се инвестира во Куманово, па така предвидуваме едни фармерски зони. Фармерски зони е парцела која што ќе биде дадена на управување од страна на општината доколку е државно земјиште и да може да се постават сите мали фарми кои што се во Куманово и во околината на Куманово во на една парцела со што тие ќе можат нели да си ја вршат својата фармерска дејност, а од друга страна преку природниот измет ќе можат да користат, односно познатиот термин циркуларна економија, односно да се произведува една електрична енергија со што градот ќе ни се развива проевропски, градот ќе ни се развива со прогресивни идеи, наместо да се занимаваме нели со асфалтирање на улици, ќе размислуваме на тоа како директно да ги привлечеме граѓаните и странските туристи да доаѓаат кај нас. Јас ги споменав и IT номадите, развој на селско стопанство предвидуваме до 200.000 денари за туристички цели со што ќе може да се привлекуваат граѓани. Нудиме и банка на проекти. Банка на проекти е што навистина разбираат за тоа како се пишуваат проекти, да бидат да изработат проекти, а доколку ги видиме другите граѓани кои што ќе сакаат да инвестираат, пошто мислам дека граѓаните кои што беа еве во Ирак, во Авганистан не се искористени нивните финансиски средства, тие имаат финансиски средства, но не знаат како да ги вложат, тогаш да имаме една банка на проекти која што ќе ги изработи проектите, а од друга страна тие ќе можат да финансираат средства и со тоа да се развива градот уште повеќе и поурбано. Говорите поприлично богато, повелете господине Салију. Вака сега, поаѓајќи од примерите кои тука се дадоа, јас по природа сум човек што прифаќам секогаш позитивни идеи. Ние како коалиција веќе имаме позитивен пример во Македонија, каде што почитуваниот градоначалник на Гостивар, господинот Арбен Таравари, направи од Гостивар современ и модерен европски град за само еден мандат. Значи, пример е како треба да се менаџира и со буџетот, како да се привлечат странски инвестиции, пример како треба да се привлечат донации и пример е како треба кога имаш блокади од централната власт да си знаеш, да си ги изменаџираш работиве и да си ги решат луѓето кои се во самата општина. Поаѓајќи од тој пример и ценејќи ја целава програма што имаме тука како концепт, а е единствен за целата коалиција во еден дел, мислам дека ние како коалиција доколку успееме да ја добиеме власта, сигурно и убеден сум дека веќе сме докажани и знаеме како треба да се придобие и инвестирање, изголемување на буџетот, а и домаќински трошење на истиот. Ви благодарам. Господине Димитриевски, две прашања, нели и за економијата? Економски развој е еден од најбитните сегменти за развој на општината. Ние ќе продолжиме таму каде што веќе работиме со континуирано развој и на секторот и на оделението, но и на давање на поголеми можности за инвестиции. Ако во минатото имавме индустријска зона кај што беше земјоделско земјиште кое што се распродаваше од страна на поединци по 1 евро од метар квадратен, сега во Новини и Речици имаме развиена инфраструктура, атмосферска канализација, патна инфраструктура и последната продажба на парцели беше 15,5 евра на 3 потенцијални инвеститори. Не е точно дека не се издавани дозволи, туку тие што го купија земјиштето бесплатно нема интерес да бараат да дозвола, туку чека вредноста на земјиштето да се зголеми за да го препродадат. Некој од нив тоа го сторија, но ние дополнително ги одоночиме, платија пенали, па сега сами дојдоа и почнаа да градат. Што значи некој манипулираше во минатото со градежното земјиште, ние тоа не го правиме. Имаме 3 потенцијални инвеститори, за двата сум сигурен дека се добри, едниот е странски кои што ќе инвестираат и ќе отворат нови работни места. Дополнително, значи, разговараме и со постоечките индустријски зони, како што е Доброшане и населба Карпош, како и што можеме да им помогнеме со ширење гасификацијата во тој дел на градот. Имаме потенцијални инвеститори и таму и она што е основно, државата е лош менаџер на проекти. Преска се спомна пред малку дека општина Куманово не аплицира за средствата кои што ги добила. Прво, елементарни непознавање на податоци. Нема 550 или 55 милиони, нема ни 5,5 милиони. Општина Куманово има 1.300.000 евра на располагање да користи од тие средства кои што се на државно ниво во Министерство за транспорт и врски и немаме привилегија како кавадарци да бидеме привилегирана општина, бидејќи го знаете соодносот. Господинот Јанчев е успешен градоначалник, но тој за него снима одредени
представници од власта испотови дека е најквалитетен. Зошто? Затоа што се конфронтираше со опозицијата во континуитет. Од друга страна, ние немавме привилегија. Еден проект кој што беше 8 години заглавен, тоа е проектот за изградба на фекална канализација во село Тромеѓа. 3 години се реализира. Лоши изведувач, лошо изведено се. Сега не бркаат да ни го пренесат проектот кој што всушност е нефункционален и граѓаните таму се гневни, а ние дополнително требаме ше да ги крпиме дупките, што значи парите не мора да се трошат горе, нека ги спуштат на локално ниво и ќе си ги потрошат општините сами, бидејќи ние направиме 13 игралиште во изминатите година и пол. Едно игралиште кое што е финансирано од државата чини како 3 игралишта кои што беа менаџирани на локално ниво. Се остава голем простор за манипулација. И затоа имаме еден куп агенции, борба против корупција, министерства и така натаму, а од друга страна корупцијата цвета во државата. Затоа Максим не се согласува со одредени политики кои што излегуваат од мојата политичка партија. Ви благодарам. Реплика веројатно? Илијовски, имате? Повелете. Корупција, пред малку кажав една работа околу јавното осветлување. Тогаш беше понудено 50-50, Димитриевски го даде 90-10. Затоа што некој приватен партнер да стави пари во джеб и тоа е тоа. Од тука се гледа кој зашто има најбогата кампања околу корупција. Значи 2018 година реконструкција на улици, летно одржување на улици и изградба на улици 1 милион евра, 2,1 километар во Куманово. 2019 исти милион евра, 3,9, 2020 3,8 километри со 1 милион евра, 2021 16 километри со 1 милион евра. Затоа таа градежна компанија што работи за општина Куманово, нивните газди сите се растрчани по Куманово да собираат гласови за Димитриевски. Ако веќе зборуваме за корупција, нека каже. Како е можно со 2 километра со 1 милион евра и 16 тврдењата. Ова се многу сериозни обвинувања. Имате обвинителство, полиција, повелете, поднесете ги документите, но податоците не се точни. Но не после 18, не морате да чекате, можете и утре, бидејќи ја гледаме полицијата во вашиот штаб и представниците. Но има друга работа. За податок од 50-50, вие ќе добиете тужба од мене за клевета и јавно изнесен збор, доколку не ми се извините, бидејќи податоците не се точни. Апсолутно, нити 50-50, нити 80-20. Имаше тендерска постапка, се пријавија 2 фирми, таму имаше јавно надавање. Тендерите се добиваат по пат на јавно надавање, но вие кажете, стопанисувате со субјект водостопанство Кумановско-Липковско поле. Се удави дете минатата година на место каде што се плячкосува јавниот им од песокот. Што бараат машините на водостопанство на таа локација? Што бара машина на водостопанство во дворот на една реномирана кумановска компанија да копа на град на темели на приватен објект и така натаму? И како вие стопанисувате со ресурсите кои што ви ги даде државата? Имате неколку машини и константно гледаме дека се предмет на искористување и експлоатација, речните корита не се искористени и изчистени во планскиот опат. Речното корито и вас ви помагав на општина Куманово да го чистиме со машините. Прво, значи ова е непознавање на прво, ние не распишуваме од водостопанство тендер за регулација на речно корито на приватни. Значи тоа го прави Министерство за животна среда. Ама сега дозволете. Ај може ли времето од почеток? Ќе го Значи вака. Водостопанство Куманово не распишува тендер. Тоа го прави дозвола животна средина, водостопанство Скопје. Распишува тендер и водостопанство Скопје стопанисува односно со тоа управува со тоа речно корито. Каде што некој приватен партнер вади песок. Дали мислите, пошто за тој случај има поднесено кривична пријава од страна на обвинителство. Јас на мојот Facebook профил ја имам објавено таа кривична пријава, затоа што, дали мислите самиот за себе дека ќе објавам кривична пријава? Значи, сите дозволи таму, во шупли камен што се дадени, се пред
јас да бидам вработен во АД благодарам. водостопанство Ви благодарам. Куманово. Подоцна И па ќе зошто- имате шанса за реплика, да знаете, кога ќе ви реплицира, вие контрареплика, ќе има игра Не, на чекај, контра- јас имам и на други. Момент сам, значи имавте вие реплика. Сега одиме со реплика господинот Салију и на господијацата Димитровска да им дадеме простора, потоа ќе имате и вие реплика. Ваша и контрареплика доколку некој ве реплицира. Бидејќи така беше сега. Снимката постои, ќе ја гледаме емисијата. Повелете. Значи, тендери, препукувања, ветувања, се уште Лопата и Романовце немаат вода за пиење. Точно. Ајде ве молам, вода, Така е. основното. Да ги оставиме тендерите, милионските вложувања што ги нема, со скромни средства да направиме нешто убаво за Куманово, да почне да се размрдне работава и луѓето на вистина да знаат дека се трудиме за нив, ние нудиме решенија, Прво јас ние ја- нудиме основни елементарни значи благодети на луѓето. Проектите треба да се решат, не да се пишуваат и после 4 години да се препукуваме тука кој што ветувал, а ништо не направил. Ние во програмата нудиме решенија за овие елементарни работи, не нудиме олимписки базени, не нудиме патеки за Формула 1, нудиме обични улици кај што ќе може да одиме, нудиме вода за пиење, нудиме работи кои треба секој граѓанин во денешно време да ги има пред себе и да ги живее деновите кои му се во животот како што и доликува. Ви благодарам. Ако Ако се држите во рамки на 30 секунди, не можете реплика, Еве, така ги дефиниравме не, ова е правилата, по реплика, 30 секунди контрареплика. контрареплика. 30 секунди, 30 секунди, па ќе имате право и на реплика. Но пред Не контрареплика. можете да стигнете. Контрареплика, Јас така се ова е борам. контрареплика, така. Да, контрареплика 30 секунди, но бидете Пекин, прецизни. Во право сте, цело време јас прашувам. И јас прашувам каде се 12 милиони евра. Зошто не се инвестирани? Зошто стојат 4 милиони евра, ако се 4, а јас знам дека не се, зошто стојат на сметка на општина Куманово, ако во Романовце и во Лопати и на многу други места нема вода за пиење? Значи, ние имаме, зошто имаше понуда од 550 милиони евра во државата да се искористат од општините, зошто ние се уште немаме вода за пиење во толку многу голем делови од градот? Повелете Си некако се зборуваат милиони евра, парите ги нема никаде. Па ги нема, Тоа е ние ги проблем на бараме. државата, 550 Вие знаете милиони најдобро евра. кај се. Државата Бе, има молам, јавен ајде, дол кој што не може да ги закрпи дупките, така да не се бркаме со толку големи пари. Романовце има свој водовод. Општината 3 години инвестираше таму. Тоа што нерационално се користи водата за наводнување на земјоделски површини, а не за пиење и рационално користење е друг проблем на водната заедница. Тоа сум го говорам многу пати. Но има друг проблем Романовци, има еден канал, чија што надлежност е на господинот Илиевски преку водостопанско Липковско поле редовно да го чисти, а не го одржува, бидејќи влегува во делот на речните сливови, а се користи како канализација, бидејќи немаат канализација. Имаме проект за Романовце, знаете колку чини? Знаете колку чини? мене ме спомнаш. Дозволете ми, знаете Мене колку ме чини канализацијата во Романовце? Само пречистителната станица околу 3 до 4 милиони евра и 14 километарска подземна мрежа од 6 до 7 милиони евра. Кажете ми со кој буџет ќе го направите тоа? Само европски фондови и средства, на друг начин. Што мене ме Можно си Ма на можете да скокате Димитровска. колку сакате, ја ќе ве спомнам уште 100 пати со аргументи, не со флоскули. Повелете господица Мора- Димитровска, Благодарам. потоа вие, значи ќе имате сите. Мене ме спомна. Да, Значи мора да одговори. Значи, Мора не е да фер, одговори. единствена- Ако ние 3 години Дама. го Да чистиме излезам речното јас. корито Ве во молам, веднаш Кумановка, после. наместо вие да 30 го секунди. чистите, зошто да не го изчистиме каналот во Романовце? Го чистевме 2 пати. Сигурно не сте биле, затоа што не смеете да се појавите меѓу граѓаните таму. Мора да има обезбедување околу вас 20 луѓе и тројца од село да ви се појават. Овој месец бев тоа е 3 пати над едната 80 работа. луѓе Втората таму. работа. А вие бркајте работа со имамот во џамијата да ве фали. Втората работа е, вие во програмата го имате ставено сега изградба на канализација во село Романовци?
Да, посебна програма за сите како го канализации. имате ставено ако велите Благодарам. сега дека општина Куманово не може да го направи? Затоа што Благодарам. ќе имаме Значи фази. ги лажете Одговорите, граѓаните. не ги лажете. Епа Имате како не ги реплика? лажете? Во Романовци Значи тука како не имате, ги имаме лажете? инвестирано Кажавте на Ви дека молам ви двајцата да бидеме парламентарни малку, да дадеме на единствената дама шанса да каже нешто. Цело Ајде, општински бе, буџет. Добро. Господице Димитриевски, Јас ќе го ве молам, значи ги задржам лажете. нивото, повелете. Јас Ве молам, ќе се ма потоа откажам од имате сите право на реплики. една реплика, И контра, ова, реплика, Нема кратка да се и контра. спуштам на ова ниво да водам Ама јас само ваква прав- Па и јас упатувам Самиот каже апел дека до не сите може да вас го да направи бидеме општина прецизни Куманово, а во го рамки има на во времето. проект. Повелете, господица Димитриевска. Сите викаат, ние ќе се залагаме за младите, кога еден млад човек ќе им седи на дебата, не можам до збор да дојдам затоа што се препукуваат со работа. Ве молам, си има овде, јас си верувам во правосудниот систем, јас сум правник и мислам дека секој кој што мисли дека е направено некое кривично дело, да оди да си го пријави тоа на надлежната институција, а не тука сите граѓани да ги замара со тоа што и како било. Излегува последните денови шпекулации за едните и за другите, не сакам да навлегувам, нити се интересирам за такви работи. Има орган кој што се занимава со тоа. Ако можеби ќе бидам судика, па тогаш ќе пресудувам, сега не сум во таа улога. Втората работа, сите зборуваат за некакви, сега ќе го продолжам времето затоа што никој не го Повелете. испочитува времето како што Повелете. приметив. Зборуваат сите за различни некои бројки. Ајде, велам, има истражување од Метаморфозис дека Куманово нема донесено граѓански буџет. Граѓански буџет е буџет кој што ќе биде видлив и отворен, транспарентен за граѓаните. Да, законска обврскани е да ги објавуваме завршните сметки. Ајде да го направиме граѓанскиот буџет во Куманово. Ајде тие податоци да ги објавуваме јавно, транспарентно, но не само да бидат објавени, туку да бидат видливи и да бидат разбирливи за сите граѓани. Да не морам јас или било кој некој друг да организира експерт да ми ги толкува таквите податоци. Не е фер и не сме во рамноправна положба ако некои имаат податоци, а ние другите не имаме такви податоци затоа што не располагаме со цела реплика. апаратура. Ве молам, има уште право Димитриевски реплика и ако споменете некој Еве на контрареплика, Теодора повелете. сакам да ја кажам дека општина Куманово носи многу транспарентен буџет. Согласно Законот за финансирање на единици на локални самоуправи и буџетирање на општините, имате два начини на носење на буџет. Едниот е еднофазен, другиот е двофазен. Едниот фазен оди во скратена постапка, двофазниот два пати се носи. Добра сугестија е од следна година и да го воведеме тоа, бидејќи мислам дека повеќе ќе биде запознаена јавноста. Инаку, сите јавни набавки, постапки, сите одлуки на Советот, сите подпишани документи кои што се поврзани со трошење на пари, се објавуваат на општинскиот веб-сајт и согласно Законот за пристапот на информација од јавен карактер се доставуваат на сите лица кои што се заинтересирани. Општина Куманово пред 4 години беше на 54-то или 57-то место во државата по транспарентност. Сега е помеѓу првите 7 во државата. Во следниот 4 годишен мандат ќе бидеме први, гарантирам. Бидејќи таков е стилот на работење на вашиот градоначалник, сакам да разговараме транспарентно. Мене не ми сметаат постапки, се водат до сега над 60 постапки и истраги за мене. Да имаше нешто. Максим Димитриевски денеска ќе молчеше, а не да зборува вака гласно и отворено. Но времето ќе покаже и ќе има одговорност кон поединци кои што во моментов ги употребуваат своите високи и државни и функции на локално ниво кои што се менаџираат од страна на Сакав поединци. само да Контрареплика, во ред 30 согласувам секунди. дека Да, имаме нели Димитровски. барања за информација од јавен карактер, тоа е точно и сите државни институции, нели јавните набавки треба да им бидат транспарентни и електронски. Тоа е законска обврска, тоа сите го почитуваат. Јас не можам да грешам и да кажам дека тоа општина Куманово не го почитува. Но граѓански буџет е друг концепт. Јас зборувам податоци од истражување кои што ги прават експерти. Не зборам ова на памет затоа што ќе ви го пратам и на вас истражувањето, можете да погледнете како Куманово да изготви граѓански буџет кој што ќе биде објавен. Општина Карпош според тоа истражување е најтранспарентната општина и постојат уште 10 општини. Куманово е во тие 15 општини кои не се транспарентни за граѓанскиот буџет. Не зборам за завршните сметки, не зборам за долгот. Ви благодарам. Мислам дека е доволно и мислам дека имавме шанса да ги спротиставиме аргументите. На крајот само да понудам една минута обраќање до нашите гледачи, а ваши потенцијални избирачи. Еве, најмлади и единствена дама, вие почнете први, повелете. Благодарам. Она што ние го понудивме се конкретни решенија и мерки. Програмата беше пишувана на отворен начин, беа сослушани граѓаните и воедно тие ги даваа предлозите за тоа што навистина им недостасува во Куманово. Мислам дека на граѓаните имаме доста одслушање што ќе направиме, а што не направивме. Време е за реални мерки и реално остварливи решенија.
Затоа ве повикувам сите да бидете одлучни за промени, да дозволите нова генерација на политичари, нова енергија и нов дух да завладее во нашиот град. Затоа заокружете број 2, бидете одлучни за промени и време е некои работи на вистина да бидат сменети, а не само да се ветува и на крајот на денот ништо да не се исполнува. Ви благодарам. Повелете господине Салио, една минута за вас. Deruar shikues, unë do e vazhdoj në gjuhën maqedone që të më kuptojnë të gjithë, ke продолжам на македонски, чисто сакав да ги поздравам на албански јазик нашите гледачи. Значи, доколку кумановците сакаат вистинско решение за проблемите, ама реално да не се напумпаат програми, мислам дека нашава програма е вистинската. Ние и слоганот на оваа наша кампања ја целиме кон решенија, тоа е чисто, значи чисто, транспарентно, домаќински и реално решен проблем за граѓаните на Куманово. Сметам дека доколку се решите за гласање, тоа да го направите по сопствено убедување, без агитации, без притисоци, без значи можност некој да влијае врз вашиот глас, затоа што гласот на кумановецот е многу битен, а тоа е глас кој ќе ве тера уште 4 години да бидете вон Куманово или со Куманово, и затоа слободно, без никаква дилема, одберете број 6 Беким Салиу како кандидат за градоначалник и нашата многу професионална советничка листа исто така број 6. Повелете Димитриевски, ваше обраќање до избирачите. Драги мои кумановки и кумановци, јас сум ваш Максим Димитриевски. Искачам на овие избори заедно со тим на људи и концепт за наше Куманово. За мое, за твое, за наше Куманово. Да продолжиме да работиме, да го градиме Куманово заедно, на сви полиња. За модерен, savremen и чист град. Европско Куманово, кое што ќе се развива у сви сегменти. И у село, и у град, и у приградски населби. Повикуваме да искочите масовно у неделју на избори и да го дадете подршку за тога кандидата за кога што сте ви убедени дека е најдобро решение. При тој, да потенцирам дека мој кандидатски број е број 80. Кандидатски број на советничку листу и носител на листу Ивана Георгиевска е 61 за концепт за наше Куманово, каде што нудимо голем број на решенија, каде што у континуитет ќе продолжимо с реализацију на сви тие проекти каде што застанамо сега. Ми смо кумановци, никад не смо дозволале да виткамо кичму пред некога, нити па ќе дозволимо Куманово да биде приватен град на поединци кои што ги узурпирава политички партии и наметнуе преку тие партии решенија кои што лошо менаџирав с наши ресурси. Фала ви, кумановци, на разбирање, идемо на нову победу за наше Куманово. За крај и обраќањето на господинот Илиевски. Повелете. Почитувани кумановки и кумановки, моите ветувања не се декларативни заложби, туку се реални проекти кои се финансиски издржани од извори на финансирање кои веќе ги имаме обезбедено. Куманово заслужува многу подобро и Куманово го заслужува најдоброто. Затоа што оваа програма е правена веќе една година и точно се знае во секоја населба што ќе се прави. Прочитете ја програмата за нашето Куманово да биде едно поубаво место за живење и каде што вие сакате да останете и да живеете. Ви благодарам на сите за учеството во дебатата, за искажаната добра желба, за одвоеното време и почита кон нашиот медиум. Ви посакувам на сите успех на 17 октомври. Вам, почитувани, ви посакувам да останете со ТВ+, а преку оваа дебата да размислите дали е тоа можно граѓаните на наше Куманово да го изберат најдоброто за нашата општина, па така оние избраните да тргнат напред одлучно за промени и преку алтернативни решенија и во алијанса со граѓаните заедно, ете можеби наново да почнеме да го градиме Куманово. Можеби оној кој ќе победи на 17 октомври ќе подаде рака кон своите противници, па ќе превзеде и некоја
програма, некој проект од нивната програма за да го имплементира додека го троши својот 4-годишен мандат како градоначелник. Останете со Телевизија Плюс, размислете убаво и на 17 октомври со чиста мисла заминете на избирачкото место и заокружете го оној број пред кандидатот за кој што очекувате дека ќе ги оствари вашите очекувања. Добра ноќ и останете со ТВ+. Довидување.